Ми се јави, викам да правиме концерт со К15. Одма да прифатиш. Викам, од кај ги знаеш ти К15? Како вика не ги знам К15? Викам, малце ли ти си ни зборил за кичмата? Кога прекинуваш со тезгите по локали? На 20 години, 21 година веќе прекинувам скроз. Се засити? Не се заситив, него добив 100 денари по чело, малце појако него што треба. И еден куп имам работено за Боливуд, и еден куп имам работено за Холивуд, кај што не знам Николас Кейдж, Никол Кидман се глумци и такви неверојатни ликови. Имам работено за League of Legends. Почнав да размислам дека нема потреба да свирам хорна, бидејќи е многу захтевно, затоа што мораш цело време да бидеш во супер форма, мораш да вежбаш секој ден по неколку сати на проба, па неколку сати да се одмараш, да одмараш устата, исто така низ вежби. Следниот ден почнуваме и ја више, ајде да кажам полулјут и почнуваме, викам стоп. Да. Викам можеш ли ти да свириш, викам во ритам со нас? И тој ме гледа. И вика, јас можам да свирам исклучиво само во ритамот на моето срце. И ние сакавме, не кефме, моравме да се прилагодиме на неговиот ритам. Сите што не следите 16 години и сите нови фанови на еден ви благодариме. Ако сакате уште повеќе да не поддржите, стиснете лайк на ова видео, стиснете subscribe, стиснете на звончето за да добивате нотификации од нас и уживајте во интервјуто кое следува. Добре дојдовте, нова епизода од 1 на 1, сезона 16, денеска многу голем мерак имам. Што со мене Џија Немин, се знаеме од по Скопје, таму деценија и пол и кусур. Во меѓувреме Џија Немин од градски фраер, музичар признат и познат во Македонија, стана светско име. И веќе еден од најголемите музички амбасадори, ја бар колку што познавам. Страшно. Еден од најголемите музички амбасадори македонски. Си онака, како да кажам, сигурно си горд, ама дали ти е верно, онака кога ќе се вратиш наназад, и сето тоа што си го постигнал, за кој што ќе зборуваме нормално за сите тие работи, ама знаеш кога ќе си се вратиш наназад, како гледаш на тоа, како на нешто што, да, па јас си го сакав тоа цело време и верував во себе си дека ќе го успеам, или сепак има доза што ти вика, алал да ти, браво. Јас си се сакам себе си. Си уживам сам со себе, немам проблем, не сум во како се вика, во дисбаланс со моите мисли, така да добро ми е. Си уживам, меѓутоа во основа не се променило ништо. Мислам истата свест што ја имав од кога дознав за себе дека сум овој кој што сум, од прилика сега е исто. Тоа што се случиле некои работи, или постоите вие и други медиуми кои што на некој начин ги мапираат тие некои настани кои што се случуваат во одреден живот на некои уметници, секако дека помагаат кога ќе видам вака на хартија, ова сум направил, сум бил таму, сум бил ваму. Баш пред некоја година имаше баш чекај колку концерти имам направено и да. Беше малку фрапираш или чудо не видуваш. До која бројка беше стигнато? Мислам, имаше пред неколку години 24 или 25 проекти со оркестар, направени, оркестрирани и компонирани. Различни проекти? Да, различни, со различни музичари низ цел свет. И тоа е навистина голема бројка за една година да се изработат тие оркестрации и све тоа. 24 за нечива кариера не е така лошо, а не па за една година. Сериозно? Тоа е вака волку дебели се отприлика една партитура. На еден проект? На еден проект. Некојаш има по 2 такви за еден проект. Па сега ти види. Така да тоа имам напишан. Пишувано. Џики, ако би требало да прочиташ енциклопедија, да речеме британика, и сега да има еден параграф во кој што ќе пишува кој бил Џија Немин, што би требало да пишува да најубаво те отслика? Види, сега во последно време играм шах на интернет. Добро. Па кога беше короната, немаше што да се прави, па си открив едно хоби, дека ствари супер ми е шах. На chess.com или не? Па тоа да. На тоа? Тоа да. И може сме играле, ама не сме знаеле дека играме. Ако некој сака да игра со мене слободно, нека ме. Името ми е Миле од град. Така ти е? Да, Миле од град. Одлично. Така да ако треба британика нешто да пишува за мене, Џија Немин е Миле од град. Од chess.com. Да, иначе јас сум роден на Кале. На Скопско Кале, пораснат сум во Топанско поле и живеев малку во Сопиште, сега живеам во аеродром и тоа е детето од
од центар отиде у Топанско, па отиде на село, па отиде па у град. Музичар цел живот. Цел живот, да. Имав среќа таква. Да, цел живот музичар и ајде вообичаено почнуваме од почеток, ама со тебе ќе почнеме од крајот, бидејќи е многу интересна таа работа. Последниве, па да речам, месеци се вртат што видеа, што и на билборд го гледаме твоето име, каде што вели 30 години К15, нели, настапите во живо на нашите легенди и таму пишува режија Синиша Евтимов, оркестрација, еве го, диригент и оркестрација Џија Немин. Ова сигурно не си мислел дека ќе се случи. Сигурно. Така? Види, пред некоја година имаше некоја идеја многу откачана. Добро. Со филхармонија да се направи концерт на стадион со К15. Тоа беше интерна, ајде да кажем, наша шала. Добро, бидејќи да објасниме, ти свириш со филхармонија, Да. сите оние концерти на отворено во парк, ти ги правиш оркестрациите, така? Да, имаше Филмска музика, имало 8 години, да, јас работев на тој проект. Добро. Ги водев тие концерти, а и дел од филхармониските концерти, нели, во сала што се случуваат, така да да, дека сигурно на крај памет не би било никогаш дека ќе правиме концерт со К15 музика, со оркестар голем, сигурно дека не. Кога ми се јави, па ти ми се јави. Добро. Ми се јави за дали би сакал да правиме концерт заедно со К15. Во тој момент ја бев со Синко, со син ми. Кој има колку години? Кој има неполни 14 години. Не бил ни роден кога завршиле со Не бил ни роден, да. со снимање. И јас разговарам со тебе и вака, нели, завршивме со муабетот и му викам, ми се јави, ја викам да правиме концерт со К15. Одма да прифатиш. Викам, од кај ги знаеш ти К15? Да. Како вика не ги знам К15? Викам, малце ли ти си ни зборил за кичмата? Прво тоа. За кој му ја скрши кичмата на брат му и така. Да, и децава ги знаат. Сега тоа сакам да прашам. Ги гледа пример на TikTok на нешто, кај ги фаќа? Мислам да YouTube, претпоставам. На YouTube. Не знам, ја немам TikTok. Така? Може и на TikTok да си ги гледа. Знаеше се за К15. Да. Инсистираше да прифатам. Видиш. Мислам, ја онака ќе прифатев нормално. Така. Само имав уште една дополнителна поддршка од дома. Сега се распродаваат таму првиот и вториот концерт, за третиот на kupikarta.com, ако има останато карти, може луѓето да си купат до 18 мај, бидејќи ова е 16, 17 и 18. Фактот што се три по ред менува нешто или не менува нешто за тебе и за оркестарот? Не знам, онака баш ме интересира. Мислиш од технички план? Во било каква смисла. Сигурно... Дали физички, не знам, подготвено сега, добро, не возите формула, ама од кај да знам, може треба... Не, мислам за оркестарот и за мене. Првиот концерт може би е секогаш најбитен, или тоа е кога се билда енергијата, па тоа е првата екзекуција. Добро. Првиот топ. Битно, добро. Кон публиката, меѓутоа вториот пак ќе донесе нешто друго, бидејќи ова не е онакво шоу кај што се свири точно, не сам и целото шоу не иде од почеток до крај исто. Сигурен сум дека ќе има многу импровизации. Добро. И сигурен сум дека и ние ќе треба да бидеме на штрек, да може да реагираме на одредени, нели, импулси, вектори. Така е. Одредени акции ќе мора да реагираме. Така да мислам дека сите три концерти ќе бидат различни, сите три настани ќе бидат приказна за себе. И што значи да објасниме тоа диригент и оркестрација? Бидејќи обично кога ќе се спомне диригент и оркестрација, мислиме на, не знам, виенски новогодишен концерт или нешто така, и сега знаеш кога ќе повезе со К15, малку на луѓето им е чудно каква е таа оркестрација на песните од дуо трио. Знаеш, како тоа да се објасни? Наедноставно, технички објаснето, оркестрација е процес при кој што самата музика, каква и да е, дали е за еден глас, дали е само за гласови, дали е за бенд, дали е за поголем состав, може да се напише, да се распише, да се аранжира, преаранжира, адаптира за било каков оркестар. Во случајов ние ќе имаме повеќе од 30 музичари на сцена, ќе имаме што е импресивно, да. Ќе имаме гудачки ансамбл, ќе имаме дувачки оркестар, ќе имаме ритам секција, клавиатури, гитара, бас, перкусии. Така да ќе биде доста шарено и волшебно. И ти како човек што ја прави оркестрацијата, бидејќи предпоставувам, еве да речеме ја земаш, не знам, Билјана Сајлан, немаше, не знам, бурек, шуруп, не знам на кои песни работите, окей. Добро.
Прво ме интересира од кај се тргнува, бидејќи знам од тоа што сум те слушал кога си работел оркестрација дека финалните производи не се баш до толку исти како оригиналните. Дури некогаш баш се изненадуваш од тоа како нештото е направено. И сега како тргаш во песни или не ти менува ништо што се дуо, трио и што се хумористични, да кажеме, или било како тргаш да ги оркестрираш, знаеш? Дај ми песна на која што последно работеше или не знам, било која дај ми. Знаеш, некој пластичен пример. Прво од аспект на пристапот, воопшто филозофскиот пристап кон работата, односно правење концепт што ќе се прави, како се прави, тоа не го правам никогаш. Него ја зимам песната, нели, ја пуштам, ја слушам и почнам да се откачувам. Пример, дај ми некоја песна. Да речеме Гради народ, свеќето го расне. Добро. Нели има се тоа асоцира ептен на народно. Ама тоа може исто да биде и многу добар свинг. Може да биде свинг, најбрз джез и тоа може да звучи потполно джез. Исто така може да звучи и многу траурно. Ако се направи може да би звучи и хорор. Да, браво. Мене многу ми се допаѓа тоа што главната иницијатива на самите главниот дел, главната срж, суштина на композицијата е хумор. Нешто што јас го имам во моите композиции, исто така сакам да го имплементирам. Не ти е страно? Да, не ми е страно, така да тоа е дополнителна уште една инспирација и тоа ми е основното нешто на кое што се залепувам. Сарказам во музиката има бескрајно и ако си го знаеш занаетот, може низ инструментите и низ самиот начин како тоа ќе биде спакувано да се надополни тој супер хумор и сарказам кој што го имаат К15 во нивните ствари. Така да пластично некогаш може да биде текстот инспирација, некогаш може да биде ритамот, некогаш може да биде мелодијата, некогаш да биде вокалната мелодија, некогаш нели главната, некогаш некоја соло. А има ли, бидејќи препоставувам дека си имаш изнаслушано песни од дуо, трио додека спремаш, така? Како не, и пред тоа. А и претходно што викаш, да. Има ли, да речеме, некои делови кои што ти се баш од музички аспект, професионален онака баш да викаш, алал да им е како ова добро го направиле. Знаеш, да заборавиш дека се К15, туку да речеш, ова е стварно многу добро. Сите песни им се такви, генерално. Така? Во секоја ствар има многу фраерски и многу шизички. Па дури и тие што им се преработени, например, нели она од Дана радоста. Тоа е многу шизички и фраерски како компонирано. Така да генерално им се стварите топ сите. Заметски добро спремни. Ние кога бевме омладинци на времето, нели се чекаше епизода да дојде од К15. И секогаш се чекаше музиката и после идевме у школа и си ги свиревме песните одма следниот ден. У музичко кога учевме си ги свиревме песните од К15. Кога се вклучуваат оркестарот? Во кој момент ги вклучуваш нив? Оркестрот доаѓа на крај. На крај? Да, јас сум сам цело време. Цело време си сам? Цело време сум сам. И си работиш. Си се откачувам, си се зезам, си се забавljам дома. Значи ја пуштам музиката и врз музиката си свирам. Чека, така ти е процесот? Да, така си правам. Најчесто, кога треба нешто да... Значи ти ќе си ја пуштиш Градинарот? Си ја пуштам и си свирам одзгор. И кога ќе ти се допадне нешто, правиш пауза и го запишуваш или како? Бидејќи претпоставувам импровизираш цело време. Па кога правам, да речем, нешто што би требало многу драстично да ја смени музиката, како што беше, например, Дерик Мей, да речеме, нешто такво, кај што беше многу минималистички материјалот што го добивам, нели? Тоа е електро. Да. И некаков бас во позадина или некаков минималистички грув. И врз основа на тоа јас треба да направам некаква музика за 70 луѓе. И така почнав да си свирам, нели, хорни, па си свирам виолини, па си свирам чела, па си свирам труби. И пример ќе ти се допадне нешто и запираш за да го запишеш или како? Знаеш како се навраќаш на убави добрите работи што си ги одсвирал? На времето имаше едно многу добро интервју од Ханс Цимер. Имаше интервју како тој е толку успешен композитор и успешен, нели, оркестратор и аранжер. И он каже, вика, од мене има многу подобри композитори, ама јас многу добро познавам технологија. Бидејќи тој тогаш кога го направи музиката за Гладиатор, така. Се сеќавам имаше 16 семплери, емулатори и 4 во тоа време, јас еден имав таков.
И вика ова се моите алатки, вика ја многу добро знам компјутер, вика разбирам програмирање и знам да им покажам на режисерите кога ќе дојдат како тоа звучи. Така да од тогаш до сега таа технологија е развиена сериозно многу. Сега сето тоа од Ханс Цимер го има во мобилен телефон и повеќе. И бетер. Сега има и уште бетер. Можеш ти да си замислиш да им пишеш, само и они ќе ти направат. Јас си ги свирам и тоа се запишува во, пример, ја работам во Logic, Logic Pro X. Значи рекорд цело време. Рекорд MIDI и потоа таму кај што негде ќе зезнам, ги поправам работите, ги квантизирам, си ги средувам сите идеи и впечатоци. Што ги имам, ги ставам, нели ги впишувам внатре во Logic Pro. Во таа сесија потоа им правам експорт, ги префрлам во Sibelius, има еден програм за пишување музика, нели за пишување ноти, и потоа таму ја правам главната оркестрација и нели се она што треба, ги разделувам сите линии. Тоа си има работа. Додавам, те слушам, не е додавам друга линија, трета линија, па слогови, различни акорди, кој со кој инструмент одговара, па потоа треба да се запише која динамика е, дали е гласно, тивко. Со кој инструмент ќе почнеш, со кој ќе завршиш. Кој треба да направи крешендо, декрешендо, знаци за агогика и така има. Ајде ќе се вратиме на тоа да заокружиме за К15 последно прашање за тој дел. Добро, како е да работиш со нив, пример, во професионален план, мислам? Мене ми е стварно супер, бидејќи со Васко најмногу сме имале и супер дружби одамна на времето во Джонатан Ливингстон. Сме имале супер ситуации, супер средби. Со Бранко сме се гледале нели низ градов по кафиќите на времето. Така да со Бубо исто така се знаеме, меѓутоа не сме имале толку блиски средби. Мене ми е супер, како да кажам, ми е dream come true. Бидејќи со тоа пораснавме ние, тоа ни беше здравиот разум во тоа време додека растевме, нешто кое што ни даваше надеж дека чекај не е све дефект, има нешто што е нормално. Фино кажано. Да, тоа ни беше како нели ментална хигиена во тоа време. Имајќи предвид дека за тоа стоиш ти со еден голем 30 и кусур броен оркестар, па од другата страна и Синиша Евтимов, кој исто треба да го спомнеме што е number one во тоа што го прави како режија. И тоа ми е темерак, бидејќи прв пат веќе имам прилика да соработувам со Синиша заедно на проект. Мислам, не е чудо што 16 и 17 одамна се распродадени, а пак ќе речам за 18 мај, за последниот настан на kupikarta.com, купете тоа што е останато од карти, сигурен сум дека има останати. Одлично, ќе уживаме во сето тоа. Ајде сега да те вратам на самите почетоци. Джија Немин има ли значење некакво, не знам, етимолошко или ваму таму? Знаеме, бидејќи одговорното подрече се жарко, што значи жар, жарко, окей, огнено, нешто она. Аба Джија Немин што значи? Имаш ли? Да, Джијан на арапски значи народ. Добро. Односно, нели, целиот народ што живее на цел свет. Се вика Джијан. А Емин е едно од 100 имиња за Аллах, ба така ми кажа некои луѓе кои што се занимаваат. Едно 100 имиња за Бог. За Бог, да. Па добро. Така да, мислам, јака комбинација. Јако звучи вака. Космополитско. Джијан Емин, тоа е, мене ми е исто. Музичко семејство, може да се каже? Може да се каже, да. Татко ми е музичар, мајка ми не. Добро, а мајка ти што правеше? Мајка ми беше шнајдер и кројач. Добро. Тоа работеше, да. А татко ти цел живот, ти што го памтиш е музичар, така? Цел живот музичар, да, од дете. Он има супер ситуации, ми има раскажувано како купил гитара, а дедо ми не сакал он да биде музичар. Сериозно, зошто? Да, не ќе да му даде, тоа време било не може вика ти да бидеш чалгиџија сега. Вика ќе си бидеш вика кројач и ти ќе работиш за фамилијата. Занатлија некој? Да. Или некој занает сакал да му даде, а он гитара сакал да свири, дедо ми му е скршил гитарата. Сериозно? Да. И ој патишил, си купил друга. И така тргнало тоа. И од тогаш не застанал, да. Љубовта била поголема од проблемите. Па тоа е природно, така си доаѓа, тоа што мора да биде, неминовно. Така, од судбина не се бега. Да. Детството како беше, знаеш, кога ќе се навратиш на некои спомени, на што ти текнува, не знам, плочи или музика или што е прво кога ќе ти речат рано детство? Прва слика која е? Рано детство ја, како што кажав, нели живеев до 5 години на Кале. Таму малку се сеќавам ситуации. Меѓутоа живеев скоро, ајде да кажам, цело детство, цела младост во Топанско поле. Како беше таму? Најбоље. Топанско беше најубаво место за живење, каде што имаш
од цела Југославија, ајде да не кажам од цела Европа, луѓе на едно место, дури имаше и студенти од Африка, тогаш беше 80-ти години, нели модерно во Скопје доаѓа да учат студенти од Африка. Па и претходно, да. Па дури и тие со нас се дружеа и тоа е нешто што е незаборавно и деновите како ги проаѓаше? Што правеше по цел ден? Што правевме по цел ден? Идеш у школа, нели? Така. После школа идеш играш џамли на шлајка, на мор, со сестрите и со другарките на сестрите играш ластик, џамија, навечер жмурка на топка. Активно детство е Па тоа. после пораснавме, па земавме гитари да си свириме со другарите. Кога прв пат? Па во 6-то деление. До тогаш ништо немаше со Не, во инструменти 4-то или? деление почнав да свирам. Татко ми купи хармоника на 5 Добро. години, ама ја бев ептен малечок и нема шанси тоа да влечам. Да. Па, после малце ги малтретирав сестрите, едната ја држи, другата да влече, за ја вака да си свирам. И после имаше една ситуација во 4-то деление, праша учителката кој знае да пее и да свири, да се пријави на патронат. Браво, приредба. И ја викам ја, а не знаев, појма немав. Глупости, тоа е. Никој друг? Никој друг. Тоа е кога амбицијата е посилна од можностите. Да. И отидов дома, викам на татка ми дај, викам да научам хармоника. да Колку свирам. време имаш од прилика? Недели? Па така, 10 дена, 2 недели. Офо, И предизвик. вика, што е па, викам се пријавив на патронат. Па вика, па што ќе правиш? Па викам, што ќе хармоника? И па ајде, и отварање првата песмарица, прва песна, послушајте патриоти. Опа. И прва песна што научив да ја свирам и да ја пеам, е послушајте патриоти, таа ја свирав. Ти одеше лесно од старт, мислам, Па ми одеше. си го види талентот. Ми одеше, да. А тогаш немав појма дека тоа талент или сега ми е јасно. Добро, ама татко ти сигурно знаеш го увидел, веројатно. Па него му било претпоставам многу лесно со мене, бидејќи се тоа што ќе ми покажал, ја сум го правел одма. И после од кога виде дека ми иде, ми купи еден синтесајзер, Casio MTPS2, една наполитанка, и уште си го чувам. И така од таму почнавме, после прво почна да ме учи да свирам француски валцери. Ајде. Да. Па потоа, не знам, јужноамериканска музика. Па некои руски шансони, па нели југословенска музика, па некоја маđарска, па некои, не знам, шпански ствари, македонски песни, така да Многу шарено. од тие во 6-7 деление А скоро- по дома се слушаше музика? по дома се слушаше како Да. не, кај нас дома. Не беше- знаеш зашто некои што свират професионално музика им е преку глава, па дома не слушаат, има и такви. Во тоа време беше многу најдобрата ситуација социјална беше бидејќи беше тоа што луѓето се дружеа цело време. Кај нас дома беше Так. како хотел Промаја го викаше Врвулица. татко ми. Хотел Промаја кај што секојдневно се менуваа луѓе по 2-3 пати. Роднини, пријатели, фамилии, непријатели, комшии и тоа беше секој ден од сабајле до сабајле веселје од невидени размери. Так. Кај што се свири и се пее, кај што се слуша музика, од татко ми е љубител на јужноамериканска музика ептен, на уругвајска, парагвајска музика и фламенко исто така. И нормално имаше и други плочи, на пример плоча од Вида Павловиќ, Добро. и која што не знам пред едно 10 години па си ја реоткрив. Ја најде? Да, Негде си ја најдов и уствари знам дека како дете сум ја слушал и дека ептен ми се свијал. А кај другар ми Чуро, тоа време, он па имаше плочи дома Kraftwerk, Pink Floyd, Iron Maiden, Led Zeppelin. И така ми се појави инспирација, земав гитара, бидејќи на клупа беше тогаш многу важно гитара да се знае, да се свири, и тоа и земав и почнав да си учам гитара. Значи И така, жанровски воопшто без никакви ограничувања. нормално. Сега од ова што кажете ти ги наброја малте на сите музички жанрови. Па поврзано во тоа време, не знам, бар татко ми како што ми кажувал, за да свириш нели навечер во кафана или не знам во некој локал, како и да е, првиот дел, а некогаш и вториот дел било да се свири некаква универзална музика. Тоа значи да свириш, не знам, француска, јужноамериканска, руска, џез стандарди, познати мелодии, музики, па потоа свириш староградски песни, македонски, нели, југословенски, Треба да си спремен за се. Па треба да си спремен, да. И тоа така природно си беше, ама мене ми се свиѓа најголем дел од стварите кои што ги учев и ден денес, мислам, сега сум знам и убеден сум дека тоа е супер музика и татко ми ме внесе во музиката на еден супер
природен начин, без многу оптоварување. Мора ова, не мора ова, него немој тоа. Немаше такви ситуации и можеби најголема придобивка тоа што не учев прво музичко школо. Да почнам прво ноти да учам, него ја научив прво обратно. Музика, што значи хармонија, што значи мелодија, ритам, песна, форма на песна. Добро, да фаќаш и по слух работи. Да, тоа и кога почнав да учам во музичко школа, тоа беше на 16 години, прва година. И ми беше многу јасно се како функционира музиката во основа, терминологијата, која што ми беше страна во тој момент, ја дојде потоа. За кратко време, за 2-3 месеци. Го спомнавме повеќе пати татко ти песна која ја одбележува кариерата, да речеме, негова, бар за луѓето кои не го знаат, дека е толкав љубител на толку многу жанрови, слично е оваа што ќе ја пуштиме сега. Ај режија да потсетиме. Ретко кој не ја знае. Не знам дали има од гледачите, пример, некој посебно постари генерации. Теорија нема да има. И сега, ти како син, нели кога гледа, не знам, беше хит во тоа време? Како не? Инстант хит беше, се сеќаваш на тие моменти или? Песнава е снимена пред ја да се родам. Песнава е 70-та или 71 година, нешто така. И беше, колку што знам, колку што се сеќавам, златен тираж во Југославија тоа време. И за да биде уште пооткачено, тоа е прва песна и прва плоча татко ми што ја снимил во тоа време. Прва плоча, да. Прво па машко. Да. И така да ептен му се погоди. Баш. И пример како беше му ја бара на Незир, знаеш, пример свирите, бидејќи ти свиреше со него, така? Беше по настапи. Да, свиревме, доста свиревме заедно. И се му ја бара песната, као им беше на луѓе, као ако не ја испееш песната не е целосно. Па се случуваше многу често, да барат и да ја пее, да. Вака, во тоа време, татко ми како уствари стигнал да ја сними песнава, нели тогаш Југославија беше супер држава, и он се спакувал, си отишол во Риека, не знам, Словенија, Хрватска, на море, и стигнал и до Белград, така на путувањето, на екскурзијата, самоиницијативна, и таму тој сакал да стане пејач, радиски пејач, кај што ќе пее јужноамериканска музика. Овие парагвајски и парагвајски, уругвајски. И тоа му било него желбата. Така. И отишол на аудиција и таму свирил, пеел и супер му идело све тоа. И дошол, не знам дали беше Бранимир Џокич, еден хармоникаш познат на тоа време, кој што беше во таму го слушнал дека многу добро пее и му рекол као сине, дај да урадиме нешто за народ. Да видиме и да зарадиме неки динари, мало да уживаме у животу. Пусти ово шпањолско и парагвајско. И така татко ми се инспирирал, се вратил дома и тогаш имало некој филм, ствари сега веќе нели култен, Скупљачи перја. Добро. Кај што главна улога е Беким Фехмију, еден познат глумец од Југославија во тоа време, и имало некоја сцена во кафана. И он земал и не знам, вака скршил чаши, флаши, се што имало на масата, и татко ми ја видел таа сцена и му текнало, окей. Директна инспирација. Да, чаша ловим, руке ми крвави, и од таму е. Супер. Така да бам-бум. И му текнало, музиката он си ја направил со гитара, одма, нели? Мелодијата и текстот и се, и така од прва. Викаше некогаш онака туме преку глава више песнава, знаеш, има таков некој момент, секогаш ми било фасцинантно кај некој кој има толку голем хит да онака нема кој не му го знае, и сикам како му е на самиот него, знаеш, на тој човек. Татко ми е доста едноставен човек и никогаш не го пукнало тоа во глава дека е нешто многу славен, дека не знам има хитови направено во животот, па не знам првата песна дека му е мега хит и мислам дека никогаш што му било него сосем нормално и како да кажеме дел од работата. Како на Јокич, нели, кога ќе даде некој интервју, како па окей, ајде да заврши ово, идем коњи, од прилика сега, можеби не толку ноншалантно. Ама од прилика така, некако многу едноставно и на најнормален начин ги прифаќал тие работи како процес во животот. Сигурно му импонирало нормално да постигне таков успех со прва песна снимена, тоа е навистина
супер случување Но многу во малку животот. луѓе тоа Да. им има успеано. Дефинитивно. А ти лично некогаш си сакал да си ја направиш во джез варијанта или не знам некаква варијанта? Не знам, си ја издал некогаш, реиздал? Не. Не, ние се сеќавам дека во тоа време многу пејачи му ја имаат препеано песната и Мурем Сербезовски, Халид Бешлич и Така. и не знам уште многу други после Сигурно. тоа. А една многу ми се допадна верзија на Рокери Смораву. Ајде. Да, Рокери Смораву. И текстот е чаше перем, руке ми прљаве. Тоа беше супер. А најбоља верзија од сите ми е на Рамбо Амадеус. Аха. Тоа е самит у Бурекџиници Лајбах. И има спот еден горе на Ловчене снимен и он ја пее како црногорец. Чаше ломи. Може тоа да го погледнете. На YouTube го има. Многу е откачен и многу фраерски. И сега баш кога правевме со Рамбо концерт, Така. кога дојде во Скопје и се запознаваме и му викам, јас сум викам Джијан на Неизресиново. Не! И беше многу изненаден и супер си поминавме во целата ситуација. Имаше многу идеи да се зезаме со песната Чаше ловим, нели, на најразлични. Да. Фазон ја никогаш немав желба јас да ја преработам и да ја направам. Последна иницијатива беше на Ристо Вртев. Сакаше да направи и имаше многу добар предлог, многу добар аранжман да се направи тоа целото, ама не стигнавме до реализација. Требаше Ристо да ја пее, претпоставувам. Да, онда ја пее, да се направи со симфониски оркестар, биде епска. Чаше ломим епска. Epic version. Да, epic version. И беше многу добро, стварно. Добар му беше. Па види, може ќе се стигне понатаму што. Па, не се знае. Така? Да. Точно. Како стига до тој момент да свирите заедно? И претпоставувам дека тоа е интересно, некаква динамика мора да има тука интересна, татко и син заедно свират. Ти си тогаш колку, 16-17 Па не, ја почнав баш така од 13 години, 12-13 години одма почнав. Уште тогаш? Па да, почнав. Значи те земаше, ме ми треба да ми помогнеш со гитара или што свириш? Малце хармоника и после сајзер и после и гитара свирав. Охо, all round. Значи свиревме нормално, нели, на најразноразни веселби, пригодни, пригодни и непригодни. И тоа беше супер искуство, кај што немаш време да размислуваш, ти сега се оваа ствар од кај беше, од кој тоналитет чека, него почнува музиката и ти мораш да следиш. Не си беше фронтмен, претпоставувам, главен. Он генерално водеше, меѓутоа после даваше паричка од старт. Па нормално, така, па како? За хонорарот day one, а? Добро, па не знам да син, дека си викаш, ај сега дојди печи за наед малку. Како дете до 8 деление зимав помал хонорар, но веќе од 8 деление рамноправен со сите. Охо, браво, па види, тоа не било така мала сума сигурно за дете од прва, средно, втора, трета. Види, не се жалам. Нели? Не се жалам, сум имал лагоден живот, ама па не ми било страф и срам да работам. Така да, добро беше. А имаше во тоа време, да речам, пријатели од музички кругови или од школа или било како што, демек, не знам, свири рок или нешто така, знаеш што вика, кај што идеш сега, ти што свириш по оно, а ти ми кажа, види, заработувам, ти што правиш? Во тој период, до, да кажам, до тие 17-18 години, тоа беше нормално. Секој ден идеш у кафана, свириш, пееш, облечен во дело, машна. Дотеран? Дотеран. Секој ден? Секој ден, а викенд свадби. Пакуваш разгласи, ставаш у кола, појачала, фендери, чајавец, бас појачало. Па тоа е 8 сата работа на ден, тоа е баш онака работа. Па некогаш повеќе. Некогаш и повеќе. Така да тоа било тоа ми беше нормално, мислам, тоа ни беше начин на живот и начин за да се заработи лепче сиденце за фамилијата. И тоа беше супер, уствари, така се калеше челикот. Така да тој процес поминат, мене уствари тоа ми помогна да и ме направи оној кој што сум сега, да не ми биде тешко во ниеден процес, се што замислено да се направи, да не ми биде воопшто тешко. Препоставам си имаше омилени некои што кога ќе ти дојдат на репертоар си кажеш, ова е добро. Не, имам и се уште имам супер како се вика тоа хитови од тоа време што се уште ми се свиѓаат и кога се собереме со другарите си ги свирам. Чисто да не вратиш во кое време е тоа? Има од македонски сношти минав, да речеме 3 години стана или па не знам српски овие на Звонко Богдан, тоа све остало, па не знам. Едно друго. Somboru и тоа на Шабан Шаолич, Лепи дани Бог детинства.
И од најразноразни француските валцери, па на татко ми му беше Ептен Мера кој ќе ги свирам. И тоа беше исто така. Посебно доживување. И окей, значи свириме у кафана, од Сабајле си идам во школа во музичко. Потоа идеме нели во оркестар, свириме исто така во склоп на школото. Поидам навечер у кафана свирам. Меѓувреме се дружиме со другарите. И тогаш се запознавме со Мишко Парушев, бубњарот, заедно учевме школа, Џоле Груевски на гитара. И имавме неколку групи разноразни, кај што почнавме да свириме и тука више рокот доаѓа и тие. Да, не знам, малце рок, не знам, нешто друго. Каде по Маракана, по такви локали? Маракана дојде на малце покасно, една-две години после тоа. Во тој период свиревме во Виктор и Викторија. Така. Текно тоа беше така. одма на Ќушот пред Стоковна куќа мост. Беше супер место кај што се собиравме ние, кај што се собираа сите боеми во градот. Ова зборам 90-ти рани години. Кога прекинуваш со настапиве, да речеме, тезгите по локали? На 20 години, 21 година веќе прекинувам скрос. Се засити? Не се заситив, него добив 100 денари по чело, малце појако него што треба и сватив дека више не треба да го правам тоа. Обкружувањето си го направи своето, а? Да. Мислам, не, ја онака претходно почнав да се презаситувам, бидејќи почнав хорна да свирам поактивно. Веќе на 19 години почнав да свирам со филхармонија. После 3 години свирење хорна, почнав да свирам како дел од оркестарот на филхармонија и тамо слушаш музика, Чековски, Бетовен, Малер, Шостаковиќ, кој што онака ти прави чекај, што е ова? И треба да вежбаш, треба време. Не само тоа, него како музика, како филозофија, како разбирање. Ти отвара други видици. Отвори други видици, Ептен. Чекај, викам, што е работа? Што станува, да речем, ова друго, Шабан Шаулич станува, како да кажам, тесно? Не, Шабан Шаулич и си и сега ми е мене прва лига. Пример, ете, не знам. Не станува тесно, станува различно. Меѓутоа, во тоа време почна да ми пречи, бидејќи почнав да свирам, нели, настапи како хорнист и баш бевме со филхармонија. Да, и како солист, нели, во школа кога учиме и на факултет. Имаш колоквиуми кај што свириш како солист на концерти. Полагаш. Да, полагаш, тоа се настапи отворени, јавни, секој кој сака може да ги гледа. Така. Мене, ајде да кажам, да не се фалам превише, ми идеше и свирав и на дополнителни концерти. И отидов на неколку надпревари, бев во Нови Сад на еден меѓународен надпревари, нели, прва награда. И се доаѓам, чекајам се, што правиме ние со ова, викам сега кафанско. И некако почна да ми пречи тоа што јас треба да свирам или да пеам, некому на пола метра од него, а тој може да ја има позицијата да ми искаже непочит. И некако тоа ми засмета во еден момент, и ова со 100 денари по чело беше фала. Не му ја скршив гитарата од глава. Ти дојде? Ми дојде, да, нормално дека ми дојде. Те запре некој или? Татко ми. Да? Татко ми. Што вика, олади се малце. Ај си не иди. Зами се малце и толку. Толку беше. И тоа беше тука прекина. Те поддржуваше Незер во одлукава, да, бидејќи сега не му е лесно, сигурно не му си губи драгоцен член. Татко ми во што све ме има поддржано, само да е здрав и жив. Секако дека не му беше драго за тоа што тоа беше сериозен, нели, приход финансиски. Треба да најде друг во куќата. Не, тоа не беше проблем да се најде друг, меѓутоа јас кога престанав да свирам со него, он после некои години он престана да свири по кафани воопшто. И го кажа, вика, не ми е убаво. Не ми е кеф. Немам потреба да свирам и така прекина. Инаку татко ми има трауми со мене, доживеано доста, тоа е, нели, како сите татковци. Со синови. Една можеби најголема траума е ја кога требаше, нели, да се запишувам во средна школа. Добро. Татко ми викаше, бе иди музичко, вика, запиши се да ме ти да музичар си свириш. Ти фаќа аколот, талентиран си. Викам, не, викам, музичка, викам, свирам по кафани, окей, доволно е, нема потреба тоа. А јас сакав да бидам доктор. Доктор, сакав да бидам кардиохирург. Па уште тоа? Тоа сакав да бидам. Знаеш што сакав? Тоа сакав да бидам, да. И скрос одличен првенецна генерација со дипломи од надпревари, она. И ја одам во медицинска школа, конкурирав. А ти да се запишеш? Конкурирав и не ме примија. И толку скрос одличен не ме примија, да. Скрос одличен не ме примија. И ја не му ни кажам на татко ми дека отидов и после ме прашува, бе, викаш, кај се запиша? Викам, не ме примија во медицинско. Вика, зашо не ми кажа? Вика, треба врски. Врски треба, викам, скрос одличен сум. Па вика, добро. Не иде тоа така. Welcome to the real world. Да.
И толку многу се изнервирав и се разочарав од системот уште тогаш на 14 години. И со другар ми Црни, Добро. од Топанско поле, кој што беше многу мераклија на коли, на мотори, и кај него имаше во 6-то оделение, во неговата соба имаше моторот Фичо изваден. Вистински мотор. Вистински моторот Фичо, да, он имаше Фичо, ние и одевме во основна школа и со кола некојаш. Се возевме низ мало со Фичо. И он ме учеше што е клип, радилица, нели клипови, вентили, дихтунзи, глава, семеринзи и тие работи. А ја го учев да ја свири, још не свиче Рујна Зора. Па добро. Да, и бевме супер другари и се дружевме со уште на супер група на луѓе. Трта, Маки, Чуро, Пуци, браќата, близнаците на Петре. И така да беше супер друштво и многу беше весело цело време. И викам, Црни, кај ќе учиш ти? Ја ќе учам во Асоц. Викам, добро, ја ќе дам со тебе. И вака ме гледа. Зашто бе? Па викам, ти што ќе учиш? Па аутомеханичар. Ја ќе учам за аутоелектричар. И, па викам, ќе имаме сервис. И викам, ќе цепаме. И отидов таму. Се запиша? Се запишав, да. Така, мислам, ова го зборам во контекст на татко ми. Со музичката. Каква траума му било него тогаш, да он ме праша, кај ќе идеш у школа, викам, у Асос му викам. Викам, нормален си ти? Да бе, викам, у Асос ќе идам. Ка ме гледа. Сигурен си? Да бе, у Асос. Ај, вика, иди со среќа. Така да, од скрос одличен ученик, ја отидов да учам во Асос. И таму ми виде оценките, вика, бе, греот. Да не е грешка. Греот е, вика, за аутоелектричар да учиш, дај учи барем за сообраќајен техничар. Викам, ајде, викам, важи, ја немав појма што е тоа сообраќајен техничар. И учев таму пола година. И на полугодие го викна татко ми, директорот го викна татко ми. Вика, што ме вара директорот, вика, да не си направил нека беља, да не си се тепал. Не бе, викам. Што ме вара директорот? Не знам, викам, стварно, немав појма. И директорот го викнал, као, земи го дете, однеси го друга школа, греота е овде. Да има. А ти убаво ти беше? Па ми беше супер. Ја им правев писмени математика на другарите си. На другите? Си бев предплатен на пиво и на сокови и како си као ние сендвич со плескавица на бутката кај алколоид што беше најпозната во тоа точно, време. во автокоманда. Цела година и уживав ја супер статус во Асоц. Ама директорот вика сепак кај. Ај, вика, зима го дете и така И кај продолжи? отидовме во музичко и во музичко ми кажа дека ако немам ниже музичко не може да се префрлам. Дека не знам ноти, дека не знам клавир да свирам, дека не знам ова, не знам она. Викам, добро, што да правам, па пак од прва. Добро, и си отидов во Асоц. А фактички ти... Си завршив прва година и пак си почнав од прва во музичко, да. Види, не си ја изгубил, пошто си добил една година во Асоц. Не е изгубена. Не е изгубена, да. Ама добро, си почна со една година помали, да речеме. Во генерација. И тогаш, уствари, ја не бев свесен за тоа што се случува, него, окей, ќе идам, ќе завршам тука една година, голема работа. И пак си почнав од прва година во музичко и тоа беше супер. Епа ете. Да. Веднаш си се снајде онака во музичко? Не ти беше транзицијата чудна сега? Не, напротив, беше одма супер затоа што да. Конечно сум во својот свет со луѓето со кои што треба да бидам. Тоа беше ептено онака так на право место. И сега од Асоц, да речеме, до Дерик Меј, кој е мостот? Во меѓувреме се случува свирки едно друго, групи, како што кажа, твои лични проекти, ама нигде тука нема оркестрација. Знаеш, како доаѓа тој момент? Како од музичар транзитираш во ова? Па мислам, најголемата инспирација за воопшто за желба за оркестрирање или желба за пишување за оркестар е мојата 30 годишна работа во филхармонија. Затоа што ја бев дел од оркестарот, кај што ја тоа го викам лабораторија на звук, кај што имав прилика да учам од најдобрите во цел свет, од Бетовен па до се она што е денес најсовремена музика. Так. И кога ќе се поминат сите тие композитори од аспект на внатрешен дел од самата музика, многу помага за полесно разбирање на музиката како функционира воопшто, односно како функционира оркестарот. Ама ако се споредиш со колеги, да речеме, знаеш, претпоставувам дека тебе те интересирало се
Бидејќи валјда има и некој кој што си го гледа својот инструмент и сега гајле ми е сега другиве гудачки од Чопри или мамотел. Веројатно ти си бил по-љубопитен. Веројатно таму доаѓа таа љубов кога си видел чекај види колку е ова убаво склопено, генијално направено, а валјда имало и некој кој што се да ја гледај си тука. Види, како што вика другар ми Боки, свака будала свое веселје. Сите луѓе си уживаат во своето постоење. Некој ужива волку, некој ужива волку, некој волку, некој бескрајно, некој ниш не ужива, некој па преуши ужива, па нема контакт со реалноста. Нели? Така да сите тие аспекти се општо прифатени од моја страна. Немам проблем со некој што не сака или некој што сака премногу. Јас сакам многу. Сакам се, сакам одма, сакам цело време. Значи ти беше пример хорна, ама тебе те интересира се друго. И гледаш и виолиниве како што има, анализираш како се склопени. Па ја многу сакам музика и многу ми е добро кога слушам музика и како дете да се сеќам кога имав 12 години, пуштам на телевизија и слушам. Ја тогаш појма немав ништо за класична музика и после дознав дека тоа почнува, имаше еден филм за Рахманинов. Добро. Пианистот или композиторот и почнува филмот со или не знам таа сцена почнува со нели Рахманинов вториот клавирски концерт. Нели уводот на клавир и почнува темата главната и да мелодијата вака слушам ја и почнав да се ежам. Прв пат во живот на 12 години слушам вака занемев и се укочив пред телевизорот. Сикам, што е ова? Така да од тогаш несвесно сакам пак. Тоа ми е влезено нели како дефект браво, во подсвеста и од таа точка е тоа развиено до и се уште се развива, нема крај на тоа на пристапот и желбата да можеш ти да уживаш во одредена музика. И не треба да биде да речеме нешто што е добро за мене, на кој што јас се радувам се уште можам да слушам музика не како музичар, него како обичен слушател. Како фан. Можам да си слушам музика и да си уживам, без разлика дали е рок-н-рол, дали е електронска музика, дали е џез, дали е класична музика, без да имам потреба да навлегувам внатре. А има музичари кои што се обременети со тоа, со константно анализирање? Има, секако дека има, да, секакви. И претпоставам дека и дополнително нели онаа моја рана младост каде што татко ми нели на оној природен начин ова ти е француски, ова ти е руски, ова ти е шпански, ова ти е ова, дека ми даде можеби една широка лепеза на разбирање на звук, естетика, стил, жанрови, стилови и дека се функционира uvek и се може да биде убаво. Дополнително кога влегов во филхармонија, тоа порасна на опасно ниво и дефинитивно имав многу интерес и да слушам музика и да анализирам и да ја свирам. Но за оркестрација треба ли одредена доза и на храброст? Знаеш, за ти да се нафатиш да правиш оркестрација, веројатно не е баш се едно за некој индивидуалец да рече чекај јас можам ова да го направам. Прв концерт кој што го работевме заедно за симфониски оркестар беше концерт за проект Жлуст. Тоа беше една група. Тоа е твојот. Да, кој што ја работевме заедно со Бејков, Газмен, со Мио, и беше една супер групација на музичари, Гоце Стефковски свиреше таму, Кроки од Куманово, Крсте прсте виолина, Сале сакс од Штип, еден дечко трубач од Софија, Михаил Јосифов, Оливие Самолијан, француз, еден дечко свиреше со нас. Да, значи тој беше веќе голем оркестар од 10-12 луѓе, за кои што мора да се напише музиката. Така. И тоа се веќе, не знам, 10-12 инструменти различни кои што мора да се запишат за да може музиката да се свири. Иначе ќе биде ај сега испеа ти, па научи ја. Веќе почна да биде комплицирано. Комплициран е процесот на учење на музика и така почна тоа целото и после добивме понуда да направиме концерт со филхармонија. И тоа е, мислам дека едниот од првите концерти што филхармонија го има направено со некаков различен тип на не онаков класичен пристап на правење на симфониски концерти. И тој проект ти го пишуваше? И јас заедно со Бејков ги правевме нели аранжманите, јас го напишав целиот. Јас Иван Бејков, да. Јас ги напишав сите оркестрации. И веднаш онака ти влезе чивијата од старт си вика, ова е многу интересно или како? Дефинитивно дека е супер интересно затоа што го имаш најдобриот апарат
најдобрата платформа за играње. Тоа е палета од бои, звуци, текстури, ритмички инструменти најразноразни, кои што можеш да ги ставиш во каков сакаш контекст ти. Кај што ти ќе избереш, сега ќе ставам тука маримба, што ќе прави маримбата? Ќе свири нешто, тука басот ќе свири. Дали триаголничево ќе направи динк или нема да направи. И тоа е бескрајно едно море од избори кои што ти треба да одлучиш, а ќе вака ќе биде и тоа е тоа. И тоа те прави да бидеш ти кој што си. И од тука одат многу проекти, одат многу џез фестивали секакви и исто така и работа на филмови кои нема кој не ги знае, големи така холивудски блокбастери каде што иако не ја пишуваш музиката, ма работиш на неа, така? Да, со доаѓањето на Fames проектот во Скопје. Добро, што е тоа да им кажеме само на луѓето? Fames проект е еден проект оркестар каде што има едно студио огромно. Така. Во Скопје, во Скопје, да, во Скопје, Македонија, каде што се снимаат најразлични проекти за музика која што се користи на филмови, сериски филмови, видеоигри, документарни филмови, за реклами, се она што е музика, purpose music, се она што треба. Значи луѓе кои што имаат одредени контакти на запад, доаѓаат тука и викаат ај сега да видиме кои се добри музичари тука за оркестар. Да, има оркестар кој што се оформи, се додадоа музичари од Белград и музичари од Софија, така да се направи еден супер оркестар. Јас свирав и хорна во тој оркестар на почетокот и потоа му реков на Лоран, викам можам да правиме оркестрација ако ти треба, викам оркестратор, па што не ми кажа. И така почна ми понуди. Кој бе први некој работи што ги правиш таму како оркестрација, да речеме? Прв работев еден проект со еден индиски композитор. Добро. Заборев како се викаш. Добро. И бев многу возбуден, се сеќавам дека онака срцето бидејќи требаше да се изработи 30 минути музика за неколку дена. За неколку дена? За неколку дена во тоа време и се да биде направено тип-топ, бидејќи во студио кога се снима, нема време за вежбање. Така. Нема време за вежбање, него се треба да биде нормално, се треба да биде супер напишано, јасно и концизно. Се снима во one take тоа? Има преснимувања, секако, меѓутоа има 1, 2 или 3 тејка се прават најчесто. Така, чисто да им објасниме кога снимаат песна, се снима песна, не знам, дуо, трио, било кој бенд кога снима, може да се враќаш и по 3, по 4, по 5 пати, по 20 пати секако, ако треба. Секако може и во вакво студио може да се враќа по 20 пати, ама нема време. Нема време. Затоа што е прескапо студиото, прескапо е оркестарот. Многу луѓе се. Голема е, како се вика, организацијата и скапа е продукцијата и треба да биде многу концизно и многу јасно. И тука товарот е на тебе како човек што ја прави оркестрацијата, за да го напише тоа прецизно и јасно. Ако не проработи, јас сум тој што е крив. Так, добро. И така, првиот пат бев многу возбуден, вториот пат веќе не, од третиот пат ми стана, глупо е да кажам, рутина, ама ми беше онака плукни залепи. А дојде некогаш некој проект каде што пак почувствува возбуда чисто заради масивноста на самиот проект? Не знам да е тоа некој мега скап филм или појма не. Да, имаше многу проекти, работев со A.R. Рахман, добро, кој што е Оскаровец, има добиено за Slumdog Millionaire, има добиено Оскар. Добро. И со него го работевме најскапиот филм до тогаш снимен во боливудската I2 Robot. Работевме на оркестрацијата. Така. И еден куп имам работено за Боливуд, и еден куп имам работено за Холивуд, кај што не знам Николас Кейдж, Никол Кидман се глумци и такви неверојатни ликови. Имам работено за League of Legends. То се видеоигрицата, така? Да. После ја не ми знаев што правам. И после ми каже викава League of Legends и првата едиција, не знам таму 2000 која година била продадена во милиарда и не знам колку 600 милиони долари. Така, некои бројки. Молим? Да, колку нули се. Такви ненормални работи. А пример, кога гледаш филми и ќе си забележиш парче што е твое, мислам на кое што си работел? Се случувало така? Не ми се случило сега. Мада имало на Netflix ситуации, кај што се работам со еден композитор од Лос Анџелес, Джейми Кристоферсон. Баш вчера ми стигна на понуда да работиме на вестерн филм еден. И имам работено многу филмови со него и он ќе ми посочи, вика, на Netflix види го филмов и после ќе ми текне дека сме работеле заедно. Отлично. Така да тоа беше супер еден период кај што дополнително влегов во еден супер процес на осознавање на нови работи,
во процесот на оркестрација, а паралелно кога имав 37 години, кога ми се роди синко, сватив дека треба да направам некоја промена во животот и се запишав на факултет пак. Повторно се врати. Се запишав на факултет да учам диригирање, композиција и оркестрација. Значи сакаш да кажеш претходно во студио со французиви и сето тоа ти го работиш без некакво формално образование за оркестрација? Да. Па тоа е уште поимпресивно така ако гледаш. Како и да. Знаеш, како природен талент за оркестрирање било до тогаш, а веројатно после тоа веќе станало и малце по-структурирано. Предпоставувам дека можеби на гледачите и на луѓето кои што не го разбираат процесот, звучи дека е нешто меѓутоа не е ништо спектакуларно. Мислам дека малку даунплеинг. Не сакам да бидам скромен, ама не е ништо спектакуларно. Можеби успехот се гледа врз основа на, како се вика, практичноста и врз основа на успешноста на самиот проект. Колку лесно и колку квалитетно се реализира и како се стига до самиот производ. Бидејќи ако имаш време ти можеш да го пишуваш тоа 5 години и пада биде тапа. А сум имал ситуации кога преку ноќ, преку ноќ треба да направам 30-40 минути оркестрација за цел оркестар и тоа сум го правил. И што се прави? Се гине, тоа е. Седиш цела вечер. Нема спиење малце и тоа е. Да. Добро, знаеш, во тој пошто тоа е бизнис, нели, на крај на денот и затоа си тенки роковите, пошто е бизнис. Некој некаде чека на нешто. Тука беше ти да речем како хонорарец или нешто перформанс? Јас и работев тогаш како фриленсер. Така, независен од било која продукција. Значи, некој ќе даде предлог дека јас би можел да правам оркестрација и потоа комуницирам директно со продукцијата главна и само нешто да им објасниме. Пример, работиш на филм игрица сеедно што и да. Што добиваш всушност ти, бидејќи нели не си ти креаторот на музиката, некој ја осмислил мелодиската линија, сега препоставувам, па ќе ми кажеш дали грешам, а ти треба да ја оркестрираш. Така? Најчесто кога работам со вистински композитори, ќе ги наречаме, кои што знаат музика да пишуваат вистински, добивам MIDI файл. Добро. Кој што е многу прецизно, концизно и јасно напишан и јас тоа треба да го пресликам на хартија. Тоа е полесно. Тоа е најлесно и така е најделотворно, кај што ја имам време да се посветам на вистинските работи внатре, на боите, на блендот, на артикулација, на вистинскиот дел што се вика оркестрација, како да се направи тоа да звучи подобро него композиторот што го има стајано во MIDI-то. И тоа значи дека композиторот во MIDI фајлот веќе си одредил што прават гудачите, што прават. Така е. Океј. Тоа е најлесниот и најубавиот дел од работата кога работам со супер композитор. Другава страна. Потоа има еден друг дел кога работам со луѓе кои што знаат да програмираат, ама немаат појма ништо друго од оваа страна што значи оркестар. И тоа е многу комплициран дел, бидејќи стига, ајде да кажам, какофонија од информации. И ја работам како чистач. И го чистам, го пеглам, го чешлам, го бањам, за да го доведам у ситуација за да звучи некако нормално направено. Тука има голем опсек на луѓе кои што знаат ептен малце и луѓе кои што стварно не знаат ништо за што е оркестар. И за мене најинтересниот дел е кога ќе добијам само пијано. Многу минимал, значи. Или само некаква мелодија. Добро. И затоа ми беше супер проектот со Дерик Меј што го работев. Можеби тој ми беше стварно возбудлив проект да го работам, бидејќи тој ми е прв проект. До тоа време, цело време работев со група, Жлуст, заедно со Шарески, во Скопје Connection, со ДНО и со други групи, Архангел пред тоа. Ова ми е прв проект што го работам потполно сам. И ми беше многу интересно, бидејќи информацијата што ја добиваме скроз минимална, кај што нема ништо спектакуларно практично. Да, значи Дерик Меј, за тие што не знаат, може да го изгуглаат, не знам, пионир на електромузика, на техно, на... Да, дефинитивно. И сега тоа е, тука имаш, значи, као што кажа преска ти, има бит, има некаква бас линија, може и да нема, уствари кај него нема ни бас линија. И се оркестрира, оди оркестрира го, така? И може би има некаква мелодија, нешто, така да и тоа, и почна да си се откачувам, така да додаваш работи кои што ти мислиш дека тоа ќе го направи да звучи некако
шизички или некако без везе или како и да. Ама тука исто претпоставувам дека има и еден момент кој не знам колку си го размислувал или не, ама ова е твој печат, твој подпис, за разлика од ова друго тој бизнис аспектот што го збориме каде што добиваш ти нешто, но на крај на денот претпоставувам твоето име него не има на Не, стои. Стои? Стои, да, во кредит. Во кредит ставам, значи на филмот ќе се пишува. Меѓутоа се слагам со констатацијата и така и го гледам. Тоа го гледам како тоа ми е мене како да кажам како медитација. Тоа кога работам оркестрации за филмови такви работи, тоа ми е како медитација, кај што не морам спектакуларно срцето и душата да ги имплементирам внатре, него знам толку време ќе ми треба, окей, исклучувам мозокот за други работи, се вклучувам таму и го правам тоа. Шиеш. Да, ова друго, ова е многу позабавно и поинтересно и пооткачано. Така. Бидејќи ама и тука се вложуваш ти лично, имаш веќе простор да правиш што сакаш. И затоа и тој проект кој започна Охрид почна, така? Охрид, да. Тој се прошири кај се прошири и раскажи? Цел свет свиревме низ Европа и Америка. Да, и онака кои градови некои. Свиревме во Париз, свиревме во Лондон, во Royal Festival Hall. Свиревме во Германија, во Франција на многу места, во Белгија, во Гент на еден супер фестивал. И секаде се оди со истиот тој проект, истата таа оркестрација или? Меѓутоа, не секаде. На почетокот свиревме со најголемиот, како што беше во Охрид, со 73 музичари, со 3 пејачки, оперски, со огромен перкусивен апарат, со огромен гудачки и дувачки апарат. Меѓутоа, стана покомплицирано, бидејќи во светот, тоа све многу поскапо. Така да, првата ревизија беше направена за 40 музичари, 43 музичари. И најмногу свиревме со таа ревизија на 43 музичари и еден од концертите кој што го направивме во Лондон беше за 27 музичари. И тука и јас цело време морав да ги преоркестрирам тие, не е само исклучи, намали ова, него мора да се преоркестрира, да се преаранжира. А што е целта? Да го добијам што посличен звук на овој со 70 кусур, со 27? Тоа е целта или не? Не се менува звукот. Се менува звукот, значи врз основа... Значи не го бркам ја истиот. Не, нема шанси, невозможно. Врз основа на тоа што имаш, со тоа располагаш и правиш музиката да работи, да звучи. Така и во Лондон тогаш убацив и саксофони. Имаше еден пианист, гостин ни беше джез пианист Сем Лик. И така се отвори и тоа доби една нова форма тогаш. За прв пат, за разлика од сите овие други концерти што ги правевме, што беа баш како што ми беше направен проектот во Охрид. Ова беше сосема различно, кај што свиревме и имаше доста импровизации и беше тоа сигурно е баш уживање. Доста фраерски и шизички, мене ми се свигаше. А како воопшто доаѓа соработката? Како воопшто Дерик Меј со некој оркестар во Македонија го прави тоа, бидејќи тој не правел такво нешто пред? Во тоа време се дружевме многу со Огнен Узуновски Оги и со Шарески. Со Георги Шарески свиревме заедно на Скопје Connection и со неговиот бенд квартетот негов и бевме неразделни по цели ноќи и денови. И со Оги се дружевме цело време. Оги е љубител на електронска музика. Така. И он е практично организираше фестивали. Уште од 2000-те години некој што е двигател на електронската клубска сцена во Македонија. И он беше инспириран од Джеф Милс. Бидејќи Джеф Милс имаше направено еден проект со симфониски оркестар и вика дали може ние да направиме ваков проект како викам може да направиме. Па што треба да направиме? Викам треба да викнеме некој да ни биде гостин, нели? Имаме оркестар. Да ни даде музиката. Имаме оркестар, викам ја ќе напишам оркестрација и ќе правиме концерт. Прво беше изгледаше тоа како невозможно. Да. Но и тоа полека и него му се разјасни дека е птен невозможно. А јас знаев дека е возможно и така првата идеја беше да направиме концерт со Underground Resistance. Значи не Дерик Меј. Не Дерик Меј, Underground Resistance кој што има супер музика навистина, ептен шизичка и фраерска, кој што се таа групација на музичари каде што учествувал и Джеф Милс и Хуан Аткинс, мислам и Дерик Меј во одреден период, тоа е една Сандерсон. Сите тие, да. И меѓутоа они беа зафатени, нешто имаше Мед Майк, лидерот на групата,
некои проблеми дома, семејни со татко му, не знам што, болести. И А да бевте во контакт? Да, како не, да. И после тоа имаме и спремен проект со Underground Resistance кој што не е реализиран. Така. Спремен проект кој што требаше да се свири на Exit и почна проблемите наши политички и се растури цела приказна. Се остави за... Да, така да втор како се вика предлог, усвари мој предлог беше. Мислам дека беше мој предлог, му реков на Огибе дај Дерек Меј да го викнам. А тој веќе доаѓаше тука неколку пати. пати. Доаѓаше неколку пати, да. Так. Викам Дерек Меј, викам сите го знаат. И ови се мислеше. Вика ај со Дерек Меј. И така се погоди. Потоа направивме и со Хуан Аткинс. А во Австралија диригирав во иста вечер концерт со и со Дерек Меј и со Джеф Милс, заедно со Мелбурн Симфони оркестар. Така. Се случи овај работи. Менува нешто кога менуваш оркестри, зборам од твоја позиција како диригентов, да речем, нели, како главниот под наvodници? Секако дека менува, бидејќи нели има различно ниво, секој оркестар е различно ниво. Меѓутоа на спремност, на ниво што? Ниво на спремност и ниво на производ. Добро. Ниво на реакција, бидејќи самиот текст, начинот на кој како е напишана музиката не е вообичаен за симфониски оркестар. Не е како Вивалди, како не знам нешто. Не е баш така, има многу синкопи, многу ритмички, ајде да кажем, проблеми во наводници. Нешто што не е вообичаено да се свири во симфониски оркестар. Ако само си свирил Бетовен. И сега они на почеток нели сите имаат резигнирачки однос кон нели електронска музика. Така. Меѓутоа кога ќе видат, чекај, ова треба се вежба, чекај. Така да, меѓутоа имаше ситуација кај што не знам свиравме во Детройт, со Детройт оркестар, нели симфонискиот оркестар, кај што имавме една проба. Добро. Која што беше и генерална и тонска проба. И концерт истата вечер. Толку. И не требаше ништо плюс. И тоа си работеш, и така работи. Во Мелбурн имав 2 проби, во Париз 4 проби, во Лондон 3 проби. Така да секаде е различно во зависност од можноста на продукцијата. Може Детройт дека растени со техното, знаеш, овие сите фраери се од таму, што ги спомнувам. Во Детройт беше тоа е еден од најдобрите оркестри со кои што имаме правено. Браво. Правено. Значи ти го полни музичково срце моментот кога свириш со такви. И во тој проект има неколку композиции кои што се лично мои. Так. Не е целата музика на Дерек Меј. А и во музиката на Дерек Меј има многу делови кои што се додадени, кои што се моја лична гледање, или моја музика, моја естетика. Можеш ли да објасниш што прави диригентов за сите нас кои, да речеме, супер, јасно ми е си ја напишал оркестрацијата, си го пишал тој романот голем и веќе раздадено е тоа по секции, супер, тука сме сите, свириме, но сепак си ти на лице место таму и нешто правиш, као диригент зборам. И се, што е тука улогава на диригентот? Желбата, да, мојата желба за диригент се појави, ствари баш тогаш синко кога се роди. За прв пат, синко кога се роди, имав месец дена, потполно слободни, без ниеден ангажман, прв пат во мојот живот, од кога сум роден, од кога сум почнал да правам нешто. Да. Викам, чекај, што ќе правиме сега, дете се роди, нели, почнуваат екзистенционални размислувања, што ќе треба понатаму, рака. А јас и претходно имав веќе... Тоа уште запче, нема ти во главата, колеж во странство го прати, готово. Тоа е татковство, проблеми. Да. Проблеми на секој родител. Јас и онака претходно веќе имав осеќав една заситеност од свирење хорна во оркестар. Свирав прва хорна во оркестар, последните 2 години свирав како прв хорнист во Белградска филхармонија. И таму доаѓаа супер диригенти, Зубин Мехта и такви неверојатни ликови. Се свиреше многу добра програма, различна од оваа овде која што свири оркестарот, ајде да кажем позахтевна. И мене ми беше многу супер тоа што сум дел од тој оркестар. И ми беше некако потврда дека чекај, добар си, не си лош, окей, ти иде. Меѓутоа, како се повеќе и повеќе свирав, некако ми стана глупаво е да кажам досадно, него не инспирирачки, односно не мотивирачки, да ја свирам цело време музиката што е напишана од некој друг и ајде да кажам, после некој време се повторува. Или свириш музика од класицизам, или романтизам, експресионизам, модерна музика и некако се почна да се повторува тоа целото, бидејќи свирав веќе 25 години во тоа време како хорнист во оркестар. И
А сакав повеќе да имам време, нели, да си пишувам музика, да се откачувам со другарите, да си се зезаме, да си правиме наша музика. И си викам, ај, глупаво е сега да излезам од оркестаров, не ќе веќе да почнав да размислам дека нема потреба да свирам хорна, бидејќи е многу захтевно, затоа што мораш цело време да бидеш во супер форма. Мораш да вежбаш секој ден по неколку сати на проба, па неколку сати да се одмараш, да одмараш устата исто така низ вежби, за да можеш следниот пат пак да продолжиш да го правиш тоа. И некако почна многу време да ми одзема 8 сати на ден одвојување само за тоа и малку време остануваше за сите други глупости. Ти фактички и кога одмараш, вежбаш за да можеш пак да свириш. Па така некако. Оче тежок инструментот. Не, тешко е за дување, тешко е за свирење, устните, бидејќи свирав прва хорна, кај што има најмногу сола за свирење и тоа и психолошки прави дополнителен притисок, кај што ако зезнеш, сите ќе слушнат дека си зезнал, за разлика од виолини, чело, контрабаси, кој да зезне ништо не се слуша. Ми се случило, како не, па таа нормално. На сите им се случува и на... Има некоја посебна што ја памтиш грешка? Некоја? Па имаше, баш свиравме една, мислам, 4-та симфонија од Чајковски. Добро. Има едно многу лесно соло. Аха. Ништо комплицирано, не нешто во висок регистар или нешто, не знам, технички комплицирано, нешто најобично, па бара, требаше да освирам. И нешто наместо да освирам, па бара, ми направи тара. И толку е тивко од темаме што сите слушна. Џабе цел концерт сум го отсвирал супер, кога тара, сите слушна што направи човекот, разбираш. И тоа е после концерт 2 дена даун и така цело време. И до другите луѓе не се срамат. Нема тој момент на самокритичност, претпоставам, и си живеат нормално, така да мене ми беше криво многу кога ќе се случи нешто такво и се трудев секогаш да бидам на ниво на задачата и мислам генерално добро ми идеше. И ми беше потврда тоа што свирав во Белград и во еден проект оркестар од музичари од Југославија направен кој што свира најдобрите музичари од Југославија. И тоа беше стварно супер потврда дека не сум тапа хорнист. Така. Ама некако ми стана повторувачки, репетирачки да свирам истата музика цело време, истата функција. Сакав повеќе да брљавам, односно да се откачувам со музика и викам ај ќе одам во перкусии позади, ќе земам чинели, ќе свирам нешто добош, триангл, пошто за тоа не треба многу да размислувам. Мислам, не дека... Нека не се лута. Не, за перкусионистичката работа е исто многу тешка, бидејќи треба да знаеш да свириш маримба, ксилофон, виброфон, глокеншпил, тимпани, разни перкусии, така да имаат они широка палета на инструменти кои што мора да ги знаат сите. Ма си викам, ја ќе научам полека. И после си викам, чекај, зашто да идам позади кога можам да отидам скроз напред? Никој не ме гледа. Викам, зашто да идам позади кога можам скроз напред? И така ми се појави една луда идеја дека можеби најдобро ќе биде да станам диригент за да можам мојата музика, која што си ја пишувам и си ја оркестрирам, да ја диригирам бидејќи како да се стане диригент, бидејќи оркестарското искуство и работата со диригенти најразноразни, ти имаш прилика да согледаш што е добар пристап, што е лош пристап, кој е добар диригент, кој не е добар диригент. Која е разликата? Еве, како музичар од позиција на овој што е тука, па кога ќе застане диригент, штом дигне раце и штом го даде првиот знак, одма се знае дали диригентот му работи рачето, дали разбира музика или не разбира музика. Само тоа. Па само тоа. Првото застанување кој ќе го направи, кој ќе се обрати кон оркестарот, кој ќе каже нешто ако има да каже, не знам нели. Добро. Или тоа само доверба, не знам. Имаш луѓе што едноставно зрачат со... Знам, ама самодовербата доаѓа со знаење, доаѓа со умење. Добро. Самодоверба супер е... Секогаш? Па секогаш. Ако имаш само самодоверба и ако застанеш, ти си дилетант. Кој ќе направиш со рачето? Ти си тоа е дилетантизам. Самодоверба е многу битен фактор, нели, за секој уметник и за секој човек воопшто што се занимава во било каква област, со било каква работа, за уметност, за музика или за глума,
и за спорт. Апсолутно. Тоа е многу важно. Меѓутоа тоа доаѓа со спремноста, со знаењето, со умењето. Скоро се И со искуство понатаму. Подпишувам. Ај се врати се на Рачево. Што значат тие движења? Во основа колку се важни да речеме? Многу се важни Да. и практично може секој да ги прави. Сега знаеш, некој ќе ти рече, ама добро, сите ние сме музичари, нас не ни треба некој да ни држи ритм. Точно. Најголемата работа на диригентот е како режисерот што има во самиот процес на спремање на одредена представа, кај што тој дава свои филозофски и уметнички согледувања како одредена мелодија треба да биде интерпретирана, нели, како да се отсвири. И тоа, нели, има најразлични знаци, од динамички, агогички, артикулацијски знаци. Сето тоа може да се покаже со рака. Аха. Нели, ова значи кратко, Добро. ова значи јако и оцешно, ова значи легато, ова значи тивко, вака колку помалце. Браво. Така да има многу такви знаци кои што А колку тоа е драма, знаеш што сакам да кажам, пример имаш сликар. Така, и сега сликарот кога е на изложба, неговата работа е веќе завршена, он го насликал делото и тука е сега само да го испрезентира и ние да му аплодираме. Дали во голема мера и диригентов веќе завршил работата по пробите, по оркестрациите, по све, сега тука е само да малку драма да направи, малку шоу. Најголемиот дел од работата на диригентот се завршува за време на пробите. Тоа е факт. Тоа е факт. Меѓутоа, на самиот концерт има многу места. Аха. Зборам од технички аспект. Добро. Тоа е техничкиот аспект кај што, да речеме, бидејќи голем дел од музиката е многу комплексна, каде што има многу успорувања, многу забрзувања, многу нагли промени и многу контрасти кои што ако нема диригент, оркестарот нема да може да ги направи заедно. Ќе ги направат, ама едни ќе почнат еднаш, други втор пат, трет пат, така да ќе биде знае лесно. Нема да биде так. Лесно да забега онака да отиде низбрдо работата ако изгубиш контрола некаде нешто. На концерт не ми се случило. Аха. Не ми се случило никогаш, меѓутоа на проби се случува, како не? Да. Мислам, не јас да изгубам контрола. Ако те свагам. Меѓутоа не дека ја немам исто направено грешки во процесот. Меѓутоа се случува, како не? Се случува и на супер диригенти, така. Оркесторот да им свири вака. Малку кливово да биде. Да. Тоа Зубин Мехти имаше многу добра една мисла. Го прашуваат на интервју, дека добро, што прави диригент? Светскиот диригент. Која е работа, да, светски познат диригент. Која е работата на диригентот? И овој седи се зеза, вика, диригентот се занимава со мистична работа. Да, магија. И делумно има вистина, бидејќи она што го кажа и ти, самодовербата, кога ќе застанеш пред 70, 80, 120 луѓе, зависи што свириш, нели? Ти треба да ја знаеш музиката во сите најмали сегменти. Во сите најмали сегменти, секој мотив, секој детал внатре во музиката мораш да го знаеш. Мораш да го разбираш, мора да знаеш проблематиката на сите инструменти, мора да знаеш тромбон. Зошто му е тешко да го отсвири тоа, да му помогнеш како да го отсвири тоа за да стигне до решението, до производов. Да. А бидејќи се твои делата што ги диригираш, помага во смисла да, сега не знам, претпоставам, да немаш потреба да гледаш по листовите, примерно зашто све го имаш тука или? Добро, голем дел од музиката која што ја диригирав ја и класична музика ја диригирав на памет. Некош и кога сум имал партитура пред мене, музиката си ја знам. И вртиш ради реда или не ни вртиш? Вртам ради реда, чисто за да вртам некош ради, речеме, диригирав еднаш Дафне и Клоја со филхармонија, тоа е Морис Равел, едно импозантно дело, може би едно од 10 најдобри партитури музички, бар така се смета, според многу академии и музички знанственици. Да. Знанственици кои што го имаат класифицирано како едно од најдобри дела во историја, да. И на вистина партитурата е комплицирана, прекомплицирана, на вистина. Ја знам музиката уште од кога учев средна школа, бидејќи ја слушав, ја знам на памет цела. Меѓутоа, си викам чекај нека стои партитурата за секој случај, така да партитурата стои тука, меѓутоа најбитно е контактот, односно енергијата, односно телепатијата која што се случува или не се случува помеѓу диригент оркестар и помеѓу диригент оркестар и публика. Така. Ако се случува тоа, а основа за тоа да се случи е
почита помеѓу диригент и довербата во довербата се стекнува ако диригентот или композиторот знае што прави. Ако не знае што прави или ако е збунет, ако нема само доверба, ако не е спремен за пробата, оркестарот сваќа дека си има работа со, ќе кажеш, не шарлатан, ама некој кој што не е на ниво на задачата. Така. Океј, ќе се прости еднаш, можеби, ама втори пат нема да се прости. Така да се постигнува ниво на супер комуникација, на концертот поготово, кај што има размена на енергија на страшно високо ниво. И за мене можеби музиката е најубава уметност. Најубавиот аспект на тоа е бидејќи тоа е временска уметност. Таа се случува во тој момент. Сега, како сега ние што разговараме, овој момент сега никош нема да биде минато, нема да биде ни иднина, е сега. И музиката е таква уметност, тоа што се случува во тој момент прави таква сила. Еднаш мене ми е на концерт секогаш кога ги застана пред оркестар ми е левитација и уживанција на највисоко ниво. Има места кои ти имаат посебна магија, тебе лично ти е многу убаво, дали не знам, нека биде и еднаш да си бил, ама да ти останало сеќавање некоја посебна сала од X причини. Како не, концертот во Мелбурн беше неверојатен. Да речеме од овие концерти што ги правевме со електронска музика. Добро. Тој беше неверојатен концерт бидејќи оркестарот беше супер спремен. И сите беа симфониска сала? Не, тоа беше на отворена, свирата во Сидни Мајер Бол. Добро. Каде што се прават сите најголеми концерти во Мелбурн. Тоа е како парк, како не е парк, него е затворен аудиториум. Пола е покриен, пола не. И за жал немаме таков тука. И заврна на концертот, имаше и громови и беше супер дешање, меѓутоа оркестарот беше на неверојатно супер ниво. За разлика од германските оркестри или американскиот оркестар во Детройт, кои што беа многу така стегнати и стручни во наводници, овие си беа супер стручни и супер лабави. Што некако мене многу ми се допадна и ми одговараше. Ти лежи. Ми лежи таков пристап на работа. Така. Таков и пристап на работа имаме генерално и со Националниот џез оркестар. Кај што има супер стручњаци, супер музичари на неверојатно високо ниво, а во исто време има и многу лабава атмосфера, социјална или да се постигне музиката да се извади. Веројатно тоа е најтешко да се достигне. Ова што го кажеш ти, знаеш, технички да биде се перфектно, ама да има и доза на спонтаност и релаксираност. А добро, џез музиката како жанр, да, тоа не можеш да биде стегнат. Го дозволува тоа. Да. Ајде не кажам го налага. Така. Значи го дозволува тоа, дозволува места кои што се импровизираат и на лице место. Дури музика што не е напишана може да се изимпровизира на лице место, бидејќи сите музичари имаат одредено импровизирачко искуство. Сите може да импровизираат, може да му кажеш свири ти клавири, он ќе почне, трубата ќе се налепи, ај са вие тромбони свирете тататат, ќе им дадеш некакви знаци. Дури такви сме имале и такви делови кои што се потполно импровизирачки, нешто што многу ретко се случува во симфониски оркестар, ама јас го имам правено еднаш на еден мој концерт, имам делови кај што импровизира и филхармонија на мои знаци. Нешто еден нов начин кој што се вика conduction. Не conducting, него conduction. Добро. Кај што не знам, се дава одредени знаци и оркестарот свири. Знаат дека ќе се случи или не? Па на пробите ја ги пробувам тие работи, да видиш дали ќе запали нешто. На концерт знам да направам работи кои што не се договорени, не се пробани. И отпосле ти реагираат како маестро. Не, јас кај ме, најде. Не би ги ставил, да речеме, не би направил непромислен потек да ставам некого во оган, а да знам дека нема да го направи тоа. Да речеме, тие работи кои што се од моја страна непромислени, знам како би звучале и имам инспирација во моментот да ги направам. Знам од прилика како би бил епилогот. Јасно. И знам дека би можеле да го направат. Снимањата знаат да бидат многу напорни. Без љубов, пасија и ептен енергија, ништо. Јас сум подготвен. А вие?
А сега пораки од нашите партнери додадете енергија во вашиот ден со Енерго С чајот од Good Nature. Грижливо одбрани билки збогатени со витамин С, антиоксиданс неопходен за активно секојдневие. Кога се чувствувате исцрпено и без енергија, дозволете си шолја чај Енерго С од Good Nature, која ќе ги разбуди сите ваши сетила. Мал чекор за домакинствата, но огромен скок за енергетската ефикасност. Машините за перење и машините за сушење алишта на горење не само што ќе ви заштедат време и напор, туку со нивното изворедно зголемување од 40% во енергетска ефикасност, тие исто така придонесуваат за заштеда на природните ресурси како вода и електрична енергија. Не се само перални или сушари за алишта, тие се апарати кои го преобликуваат начинот на кој размислуваме за одржлив начин на живење. Енергетски ефикасните машини за перење може да ги најдете во продажната мрежа на Горење или директно на mk.gorenje.com. Имлек Оаза е првиот 100% растителен производ на компанијата Имлек, растителен напиток од вкусни бадеми и хранлив овес. Секој оброк со новиот растителен напиток станува нутритивно побогат и придонесува за подобро чувство во текот на целиот ден, благодарејќи на бројните придобивки кои ги има за воспоставување рамнотежа во организмот. Направете совршен оброк со Имлек Оаза и на своето тело дајте му ја неопходната енергија за активностите кои ве чекаат. Имлек Оаза, нови напитоци од бадем и овес. Имаш низ овие сите патувања, гарант знаеш има места кои што ти се супер и си кажеш еј топ одам во Прага или не знам каде, одлично. Има некое место што не си бил, а ти е кеф да отидеш? Па не сум бил во Јапонија. Јапонија? Не сум бил, да. Имавме неколку пати договорени настани, па се откажа, па корона, глупости, такви ствари. Така да, мислам ќе се случи, наскоро. Сигурно. Да. Јапонија ми е интересна како култура, бидејќи имам соработувано со јапонски музичари во Њујорк. Еднаш работевме на еден мултимедијален проект. Јас бев музички директор и имавме тројца музичари од Јапонија, тројца од Македонија, јас, Бејков и Газмент. И тројца музичари од Америка. И работевме на еден супер шизички фраерски проект со кореографија, балет, проекции и најразличен тип на музика. И јапанците ми беа фасцинантни. Имаше една жена свиреше на шамисен. Што е тоа? Шамисен е како наша тамбура, ама јапонска. Јапонска. Па имаше еден дечко свиреше на шакухачи, тоа е како наш кавал, ама исто јапонски и он беше облечен како хеви металец. И го прашав, викам, каква музика слушаш ти? Хеви метал. И изгледаше како самурај, а свиреше шакухачи како Теодоси Спасов. Така. Мислам, нешто неверојатни. И имаше еден дечко свиреше на тајко драм, тајко, не од оние најголемите, помал тајко, и он ни беше перкусионист. И правиме проба и свириме на музика, и он не свири во ритам, си свири во ритам скрос. И викам, ве молам, му даѓам на пауза, нели јапонците имаат специјален начин на комуникација, треба внимателно, бидејќи не знам како треба. Така. И му викам, ве молам, ако може ни треба помош од ваша страна, ни треба ритам малку за да можеме да споиме музика, викам ако може да ни помогнете, да нема проблем. И ние почнуваме, свириме, и он тум. Офбит, тотално. Офбит скрос, ај заврши тој еден пробата, си викам што е работа. Зборам со режисерката, пријателка негова. Некојаш или? Викам човеков, викам добро свири тајко, да бе, тој е еден од најдобрите. Што е работа? Доаѓаме следниот ден, имаше неколку композиции кои што се во ритам и кои што се ако свириш перкусии мора да биде, да има ритам некаков, нели? И викам што направи човеков? И му доаѓам на пауза, викам ве молам. Од сега па натаму ве молам, ни треба помош. Сега значи мал се го подигам тонот на бидејќи јас сум директор, морам да кажам за да работи музиката. И он ме гледа вака, ми вика, нема проблем. Добро, почнуваме свириме, и он ту викам чекаме месеца или што е. Скрие на камера, што е работа, ми ги тестира живци. Завршува и тој еден проба. Следниот ден веќе ова ми е главна тема и разговарам со сите на тема. Да. И сите не знаеме што е работа. Добар, цар. Супер е дечко. Следниот ден почнуваме и јавише, ајде да кажам полулјут и почнуваме, викам стоп. Да. Викам можеш ли ти да свириш, викам во ритам со нас?
И тој ме гледа. И вика, јас можам да свирам исклучиво само во ритмот на моето срце. Тоа е единствен ритам кој што јас можам да го почитувам. Од кај? Викам, што збориш? Викам, добро. Свирите, молам, само во ритмот на твоето срце. И ние сакавме, не кефме, моравме да се прилагодиме на неговиот ритам, кој што беше ритмот на неговото да, срце. 74 BPM. Да, тоа, колку и да е. да, колку и да е во тој Колку и момент. да е. Не, ние, да, страшно, тоа беше супер искуство и од тогаш многу сакам да отидам во Јапан, да го видам тоа во живо, да видам што се случува. Нели сите викаат друга планета, замислите, таму и сите се такви. Сите надвор од ритм свират. Не знам што ќе видиме. Да, сите се фасцинирани, стварно. Да. Абе добро, и општо таа азиска култура, сакам да речам не само Јапонија. Да, се тоа фасцинантно, и Кореја, и Кина, и Дефинитивно. Фантастично. Ако некој која сме друга планета што спомна, ако некој од друга планета дојде и рече дајте ми што е тука музика, бидејќи кажавме толку жанрови, се измешавме онака баш турли тоа, да треба да одбереш малку работи, еве нека не е една, премногу е тешко тоа нешто, знаеш. Да. Што би му пуштил на некој таков вонземјанец, што да чуе? Па тешко е, јас. Многу е, мега тешко е. Јас да му ќе морам да направам еден колаж пак. Сигурно би му пуштил Бах. Сигурно Значи од Бетовен. класициве Бах и Бетовен. Да, Бах, Бетовен 100% би му пуштил. Number one се тие? Па то таму е тргнато она се што ние го сметаме како нели западна музика е од Бах има наставено темели на се она што ние го знаеме како западна музика. Еден е Бах, како викаш. Еден е Бах. Два не. И тој умре. И тој умре. Добро, друго? Тоа, после би му пуштил Pink Floyd, Beatles, Аха. секако, дека таква музика. Цепелин не би му пуштил. И Цепелин би му пуштил, секако, да. Сега Цепелин. држи се на малку, немој да не ја шириме. Би му пуштил Сношни минав и 3 години стана. Добро. Би му пуштил Вида Павловиќ, Дема Миро. Би му пуштил и некоја моја музика. Слушате? Да, би му пуштил такви ствари. Добро. Така да, не Океј. би можел за едно парче да се... мислам, може би Малер, Пета симфонија, некако е, ајде да кажам, многу комплетно музичко дело. Како круна. Така, тоа е супер. Еволуцијски, ако гледаш од Бах, па навака, на кај оди работава? Знаеш, сега и со вештачка интелигенција, и со се... Како гледаш на каде оди музиката? Нели сите генерации обично носталгично гледаат на музиката од нивното детство и така натаму и нели секогаш викаат оваа музика денес е, односно во поп збориме она што е популарно, е полоша од тоа што било. Тоа е некако како правило некое. Но има ли генерална вистина во тоа дека на тајмлајнот од стотина години постои некоја надолна траекторија во последниве или не се слагаш дека едноставно тоа си е еволуција и циклично тера? Па, човештвото колку илјадници години постои? Многу, така? Десетици илјади години постои човештвото, Во ние знаеме за човештвото од последните, не знам, 5, 8, 10 илјади години. Имаме некакви, нели, културолошки назнаки, Да. нешто, така. А ова сеа што се случува, за кое што Така. ние сме свесни, или за кое што ние знаеме, или кое што ние го чувствуваме, се случува во изминативе 100-200 години. 200 и кусур. 200 и кусур години. Тоа е многу мал период од еволуцијата и од човештвото, за ние да можеме да кажеме да, сега во овие 10 години се случува голем регрес, или се случува прогрес, или се случуваат промени. Да, сигурно многу на многу побрзо ниво него колку што се случувале порано. Дали има уназадување, дали има регрес, дали има прогрес, сите тие процеси се случуваат паралелно. Живо е. Паралелно се случуваат, бидејќи нели дигитална технологија овозможува достапност на највисоко ниво и после некое време, бар ја гледам се по децава, дека и порано било така, а сега станува уште повеќе, секако дека она што ти пласираат на телевизија, како што нели ние кога сме биле деца и на радио, на тоа се налепуваш, па тоа некако ти станува репер што е добро, што не е добро. Денеска они имаат се на самиот телефон. Така да изборот останува личен.
личен афинитет, ти си уредникот, ти си бираш ова ќе правам, она ќе правам, еве ја да речеме, зимам пример од синко, детето мое, кој што нели ние го караме цело време си аман компјутерот, аман игрици, аман ова, аман она, демек и кога ќе извади некој факт, некое знаење, че од кај го знаеш ти опа, вика од интернет. Да не правиме муавет за јазици, нели, зборуваат од бебиња. Па добро. Перфектно англиски. Како сите алатки, зависи дали го користиш во позитивна насока или некаква негативна насока. Факт е дека за жалови. Ама само да ти се надоврзам, извини, бидејќи спомна, знаеш, тој момент, да, си уредник, ама тука е таа дебата, бидејќи не сум баш сигурен дека алгоритмите не можеме да ги сметаме за уредници. Тоа сакав да се Ако надоврзам. навлезам ја во трап, тешко дека излегувам од тој трап. Точно. Сакав да се надоврзам во тоа дека големите индустријски компании светски, нели, имаат направено сериозни истражувања психолошки, социолошки и имаат вметнат алгоритми кои што нели ги заробуваат одредени генерации во одреден сегмент. Ајде да го крстиме жанр. Без разлика да станат, нели, жанр на вести, жанр на музика, жанр на не гледаат како мислења. Не гледаат како консументи, нели? Така. Како некој што ќе одвои одредено време, тоа значи и пари. Така, фатен за јадицата и тука. И секако дека е тоа, како се вика, сега многу посилно од било кога, бидејќи стварно тие еве алгоритми се многу силни, кои што и ние сами да се фаќаме како заглавуваме, гледаме Reels. После 15 минути добро ни е. Многу сме комотни, сигурни, гледаме милиарда човечки судбини, смешни, несмешни, тажни, глупави, секакви. Мислиш дека некој може да го има тоа музичко образование што тебе татко ти го овозможи? Ја мислам дека е поприлично невозможно баш заради све ова што го збориме во денешно време некој да има така широко, не само да ги познаваш тие работи, него и да ги засакаш. Бидејќи ти во сиот овој муавет што го правевме, ти со љубов збореше и за парагвајската, и за валцериве, и за рокот, знаеш. Не знам баш дали денешно време некој оставен сам, да речеме од генерацијата на синот што има. Секако дека мора да има насока. Мене дефинитивно татко ми ме насочил. Алгоритмот тешко тоа дека ќе ти го нема да ти го даде алгоритмот, меѓутоа ако имаш љубопитност, тоа е друго. Во самиот карактер, да излезеш од имаш и желба, ти ќе излезеш од тоа. Бидејќи и во наше време имаше луѓе кои што гледаат телевизија цело време или ќе излезат навор и играат џамли цело време или само тоа прават. Так. Или само не знам, играат фудбал или само она прават, само она прават. И тогаш имало, меѓутоа било ајде да кажам поприродно или поприфатливо. Порано не кара родителите зашто сме надвор цело време. Сега ние ги караме децата зашто се дома цело време. Така да беше почетокот на муабетот, дали имаме регрес, дали имаме прогрес. Тешко е да се каже сега во време. Јас мислам и се надевам дека еволуцијата како процес е незапирлива и дека секоја генерација, барем тоа што знаеме, секоја генерација наоѓа начин како да се понесе со ситуацијата и со нели состојбите во социјалното општествено живење и успеваат да најдат начин да се изна целата ситуација. Претпоставувам дека во блиската иднина, нели со самото растење на ова artificial intelligence кој што е многу популарно сега во последно време, и дека таа интелигенција вештачка ќе научи многу и мислам дека во одреден момент ќе веќе можеби знае се што е напишано, се што е кажано, се што е направено и ќе го има на милисекунда. Го има нели со правењето на новиот квантен компјутер кој што наскоро ќе стане нели персонален. Така. Процесот ќе стане што е екстремно побрз од ова што ние сме навикнати тоа, како што објаснуваат научниците дека ќе биде една обична операција која што му треба, не знам, на компјутеров сега да ја изработи, не знам колку време, овој новиот компјутер ќе биде 20.000 пати побрз. Така. И тоа ќе стане ненормално брзо. И сега таа цела моќ ќе може да има еден обичен компјутер, ќе знае се за се. И тоа ќе стане страшно во еден момент, можеби ќе влеземе во некакви не пост него, апокалиптични некој Mad Max сценарија. Да, некој Mad Max, некои Терминатори. Кој знае што ќе се деси, не може да предвидиме тоа. Меѓутоа, дека тоа ќе донесе
сериозни промени, ќе донесе сериозни промени. Дека сигурно ќе има клеш на природното човештво со дигиталниот свет ќе се случи клеш. Тоа е неминовно дека ќе се случи. Еве да се вратиме во нешто што е тука блиску. Тоа е дека можеш на AI да му дадеш насока, сакам во ваков жанр да ми испееш песна за Джија Немини и он ти прави буквално нели за пар секунди вади цела песна. И сега нели некој вела готово смрт за музиката и така натаму. Океј, не дека е до толку, но сепак како ти како професионалец музичар гледаш на тие работи. Не во смисла дали се осеќаш загрозено, него чисто онака кои ти се размислувањата, што имаш во глава кога гледаш дека нешто може да ти направи било каква песна, било кој жанр, за било каков текст во 5 секунди. Мене тоа не ми е новина во музичкиот сегмент, бидејќи уште 70-ти години има синтесајзери кои што прават музика сами. Има арпеджатори, ќе му стиснеш арпеджатор, стисни го акордот и он сам си прави музика. Така, не толку софистицирано како ова, ама сепак. Сакам да кажам, од тогаш е почнато. Имаше на старите органи, имаш ритам, боса нова, самба. Стиснеш ритам, он ти прави да, па ќе му стиснеш перкашн, па он му додава уште некои перкуси, па му стискаш бас, па ќе стиснеш акордот, онде свири бас бас линија од една нота. Од една нота. Так. И дури имаше и ритам, акордот ти го свири ритамот, дополнително во некои по-напредни органи, ова зборам 70-ти години. Така. Имаше и мелодија, една-две да ти направи и контрапункт. На самиот акорд ти прави одредена мелодија, врста бас линија си дава и значи тоа е artificial intelligence. Тој ти помага во музиката како да ја направиш да звучи понормално. Од таа точка до пред некоја година или пред да се појави AI, тие алатки дигитални, помагала за правење музика стигна супер ниво. Така. Сега тоа што го прави AI, наназад 15-20 години го прават најголем дел од продуцентите низ цел свет, кај што имаат готови ритмови, готови бас линии, готови пратњи, готови мелодиски линии, готови дувачи, готови гудачи, само си ги склапа како коцки. Или да речеме голем дел од луѓето кои што нели свират со Ableton Push, да речеме, или некои такви алатки, кај што си имаш дугмиња и тоа си цепа ритам цело време, ти стиснеш дугме, он менја, стискаш друго дугме, менја, па и све е супер, прва лига, без грешка работи топ. Сите тие процеси AI ги совладало за една година. Така да веќе сега да разбориме, ние више AI унапредено и сега он разбира. Ќе му напишеш жанр, ќе му напишеш стил, ќе му напишеш оркестрација, ќе напишеш амбиент, ќе напишеш биде за ќе напишеш 3 месеци или 5 месеци од сега или година. Текст, па да. Станува и тоа за мене е добро. Океј, зошто? Тоа за мене е добро затоа што за некое време мислам дека она што се вика жива уметност, дека конечно ќе го добие вистинскиот примат на што значи музичар да свири во живо пред тебе, бидејќи сметам и убеден сум дека компјутерот колку и да е паметен и колку да успее да научи, енергијата нема да научи никогаш како да ја видиш интересно. Не може да научи како да ја споделува. Мислам невозможно тоа. Може да имитира, ама не може, наставно ја нема. Ја нема ќе научи да прави, нели тоа викаат, нема да научи човекова глупост, ќе го научи и тоа. И тоа се учи како алгоритам, нели човековите грешки, имплементирани, ќе научи да импровизира. Има една сцена, баш гледав пред некој ден, диригент робот. Добро. Застанува пред симфониски оркестар, искача, се поклонува на публиката, застанува и почнува да диригира, испрограмиран и оркестарот свири. И тоа постои. Тоа значи дека како што има клавир, кој што има MIDI, така, автоматски сам свири, тоа ќе може да си кој робот да му се испрограмира диригирањето и он да може да се диригира и оркестарот ќе свири. И тоа ќе биде. И ќе има многу холографски концерти кај што нели ќе дојде Майлс Дейвис ќе свири. Претпоставам дека ќе се развие како индустрија. Проба, нешто имаше Тупак. И имаше нели Мараја Кери, Майкл Джексон. Предпоставам дека и тоа паралелно може да се развие како индустрија, концертна турнеја на Елвис Пресли. Пример, концертна индустрија, ќе стане многу едноставно за правење, ама мислам дека живата уметност дека ќе остане непобедлива, бидејќи тоа е
временска уметност која што се случува во одреден момент, со одредена публика, со одредени луѓе на сцена. Ако не се тие луѓе на сцена, публиката не може да го доживее тоа што ќе го доживее ако го гледа само холограм. Интересно ќе биде тие нешто друго размислувања. скроз. Така Така баш да, мислам. понатаму очекувам дека луѓето ќе развијат поголема свест за самото тоа, мислам, за телепатијата и за размена на физичко. енергија. Да, па да. Да. Колку и да ние го игнорираме, тоа се случува. Физичко, хемиско, како да го Да, кажем. да. Така е, така е, така е. Имаш Така ли да, сум позитивен оптимист. Не, за супер сите овие се, работи. одлично го објасни. Не ми пречи ова. Ај дури ми се свиѓа и добро е да може секој дури бар ќе научи како се вика, додека пишува таму ќе научи некои работи, што све може уствари една музика, какви чувства може да предизвика, какви состојби, какви амбиенти. Работа што музичари би ја ценеле е, имаш ли омилена нота или акорд? Це. Првата нота. А ова исто прелас омилен, пример ќе ти кажам, мене сега ми Прелас се како на свигало бубњеви? Г, фис, Е. Таков прелаз. Одлична е као Немам. комбинација. Немам некои такви. Немаш? Немам, не. Мислам да не мислиш на прелаз на бубњеви. Не, Нели, тоа не, беше као главно комбинација на куртуто пис. Мислам на таков прелаз мислиш. А музичка комбинација немам омилена. Немам некој подпис. Така. Океј, јас ова мојот подпис. Не, немам тоа. А низ историјата имало такви? Има како не. Има, нели? Бах. Така. Бах го правил тоа. Па и Пеовски. Така. Исто има бас. Ете. Да. Со што си пополнуваш време и дали воопшто имаш слободно време? Вака како што ги изопишува овие работи со подготвување работи, пишување, оркестрации, вежбање, амото се наоѓа слободно време негде измеѓу? Секако дека да. Нормално кога сме во самиот процес станува густо некогаш, меѓутоа има време и за гледање телевизија, и за гледање кошарка, и за идење со другарите по дружење со децата, нели нормално. Има време. Со добра организација и со добра желба има време. Гледаш со тек на време се помалку да земаш проекти кои што се мега захтевни? Па не. Добре дојдени се се уште. Не, мислам. Зошто да не? Баш вчера имаме еден гостин трубач од Франција, баш вчера разговаравме и мислам стигнавме до констатација дека ако сега не правиме, кога ќе правиме? Кул. Кога ќе правиме? Ако сега не правиме, сега имаме, така, сега можеме, тука сме, можеме да го направиме, дај да правиме. Тоа е, ја така мислам. Додека можам, ќе правам, кога нема да можам. Како си од оние што, знаеш, се затварам, работам или мислам цело време? Сега ќе ти кажам пластично пример, дали имаш сега треба да работам на следнава оркестрација и се цело време си стои на back of my mind, па и дури кога јадам може да ми текне, ова може да е добра, или си од оние живеам кога живеам, а кога работам, знаеш, си се затварам и тоа е. Секогаш е различно, секогаш е различно и да, ми се случува тоа додека јадам да размишлям што треба да направам и многу помага и многу пати ми помогнало баш додека јадам да добијам супер идеи. И ми се случило и кога сум у кафана со милиарда луѓе, така да се исклучам и да ми текнат работи што треба да ги направам. Знаат блиски луѓе да се налутат така? Не, или едноставно те разбира. Не е моето исклучување се пола саат да гледам една точка, не, тоа 2-3 секунди. Ќе ми текне нешто и во последно време почнав да си ги запишувам работите, пошто многу често се заборава такви кои имаш. Како ги пишуваш? Со voice или ќе си го кажам со voice или ќе си запишам. Така. За да не заборавам, така да имам запишано така. Voice рекордерот на телефон полн. Работи, да, па е дома кога си свирам на клавир. Си стам телефонот, си свирам и така имам еден куп музика имам направено. Така. Имаш претпоставувам студио, така, дома кај што имам, да, еден како мини моје студио работен Но тоа не значи дека пример не може да работиш било каде, бидејќи за многу од работите ти треба само лаптоп. Можам да работам било каде, да. Така. Меѓутоа, дома, сетапот што го имам, ми е некако навикнат сум на истиот сетап, работам повеќе од 15 години. И да речеме, кога ќе земам лаптоп, сум и во ситуација, ќе отидам негде, морам да направам нешто. Да. Сум некако у хотелска соба. Посакат сум. У ВЦ. У ВЦ имам се работело? У мојата канцеларија. Па сега. И имам направено еден куп проекти. Феми Кути проектот со филхармонија,
Во парк ми е направен во мојата канцеларија. Целосен. Од ТАДШ, браво. Да. Кажи ми, има ли, чисто ако сакаш да споделиш, не верувам дека ќе ти текне на нешто конкретно, ама на првото што ќе ти текне да го споделиме, како еден вид лекција што музиката ти има дадено или некој професор или некој познаник или некој колега? Па има многу. Знам. Многу има. Прво нешто што ќе ти текне. Прво нешто што ми текно и пак ќе го цитирам Кирил Џајковски. Добро. Имаше една прилика, работевме на Балкан Кан. Аха, филмот. И работевме последниот ден, требаше да се заврши се. И бевме само јас и он во студио. Јас бев како оператор технички, како јас ги снимав во студиото, он беше како продуцент, нели, композитор. И Ален Хаджи Стефанов беше како тон мајстор, помагаше со микрофони местење. Така. Работевме од Сабајле од 10 до следниот ден Сабајле во 9 саат. Без пауза. Ален се откажа негде околу 2 саат Сабајле, побудале, си отиде. Ние снимавме гудачи, пеачи, јас видев хор на клавиатури, гитари, пеев, па средување на фајловите, до 10 саат, он отиде дома, се стушира, се спреми у 12 саат, у Рим на миксење на музиката. И додека се дружевме тој ден, и предходно, нели? И баш не прашуваше, тогаш имавме студио во Кисела вода во Мечкаров, долу. Да, кај Гоце. Да, кај Гоце. И вика, како ви е со студио, како издржувате? Па викам, ние не работиме комерцијални проекти. Викам, така да еве, од ваков тип на проекти, нешто колку за да може да платиме киријата, да купиме некој инструмент, нешто, некоја справа. И ми вика, абе добро да ме, знаеш, супер е, тешко е, така, па викам, тешко, не е тешко, него треба да работиме, собираме пари, некој што од свој джеп, викам, ќе платиме. Добро, ама вика, види како живееш. Аха. Вика, па како живеем? Вика, види како живееш, вика, студио 130 квадрати. Вика, многу луѓе низ цел свет. Така. Вика, не можат да замислат да имаат ваков простор за работа. А тоа нас не беше простор за дружење. Таму се собиравме, се свиравме, се снимавме. Да, со двосет, тросет, фотелја тука, кабли сегде, појачала. Најболе клупче. Све што треба да си имаш за најболе живот. И вика, види како живееш, вика, тоа гледај го. И тоа ми остана во глава, баш пред некој ден му го кажав. И ми остана во глава како еден супер правец, дека е многу битно како ти проаѓа животот. И пак се надоврзам на моментот. Многу е битно што се случува во моментот. Што било, тотално небитно, што ќе биде, немаме појма, ама што се случува во моментот е многу важно, така да тоа ми остана во глава како супер мисла да ме види како живееш. Браво, не, многу добро. А сега пораки од нашите партнери. Чајот Релакс на Good Nature представува мешавина од специјално одбрани билки која е збогатена со витамините B3 и B6, што ја прави одличен додаток во вашиот ритуал за релаксација во секој дел од денот. Витамините B3 и B6 придонесуваат за нормална функција на нервниот систем. Чајот Релакс на Good Nature е секогаш добредеден за вас и вашето тело. Може да се конзумира кога сакате, секогаш кога ви се потребни спокој и релаксација. А ова е Aptamil 3, млеко за мало дете над 12 месеци, дизајнирано да ги задоволи нутритивните потреби на вашето дете, дополнувајќи ја неговата исхрана додека влегува во поактивната фаза од животот. Ви го препорачуваме Aptamil 3, млеко за мало дете над 12 месеци кој содржи витамини С и Д, кои придонесуваат за нормално функционирање на имуниот систем. Запомнете Aptamil 3. А секоја мала акција води кон голема промена. Застанете, размислете и почнете да селектирате отпад. Сега рециклирањето е многу полесно со повратните вендинг машини на Пакомак, симнете ја Екомак апликацијата и со селектирање на пластични шишиња и лименки добивате зелени поени кои може да ги претворите потоа во вредносни ваучери. Заедно за почиста животна средина. И за крај, препоставувам и ти доаѓаат
музичари или некој што аспирира да биде музичар да стане, па те прашува, знаеш, за некако совет, за некаква водилка да му дадеш низ кариера или слично. Што им кажуваш на такви луѓе, на некој кој што ти вика јас сакам да бидам музичар. Се уште сум млад, имам 15 години, не знам кај како ќе го пишувам. Што им викаш на такви деца? Колку и да звучи клише, прво е искреноста сам со себе. Мораш да бидеш многу искрен. И со тоа можеби ќе се развие, тој им го кажам, дека можеби ќе се развие ниво на самокритичност, која што неопходна е за било каков прогрес. Так. За да можеш ти да развиеш самокритичност, ти мораш да поминеш одредени процеси, мораш да имаш цели зададено, да вежбаш, да работиш на тоа, нели? Без разлика дали е инструмент, дали е глас, дали е прајање музика, дали е оркестрација, дали е и така натаму. Искреноста е најбитниот фактор. И кој раскрсти со тоа дека так. Ако се лажеш сам себе си, џабе ти е се. Да, само ти си изјазнат. Си се фолираш сам себе си. Ништо полошо. Си толку готов. Џабе ти е се. Да. Што и да направиш е некако залудно и е без врска. Така да тоа е основно, мислам, тоа е нешто што без разлика какви ќе бидат исходите или епилогот од било каков процес, так. Дека искреноста е многу битна во секој процес и кој колку може во зависност од нели условите да се предаде на самиот процес и да биде искрен во процесот со надеж и цел дека ќе може да постигне некаков максимум во зависност од условите. А кој ќе биде тој максимум ќе му се покаже? Не е битно. Така е. Не е битно. Така е. Ако е добро, сите ќе знаат дека е добро. Ако не чини, не е ни битно. Џијан, ја стварно уживам во разговорот. Ми е многу кеј што дојдеш, што си промуабетивме вака и пред камери. Фала многу. Не само онака. Ова е од најдоброто од Македонија Good Nature чевите и тука има исто така од Diners Македонија за тебе подароци. Уште еднаш се најдобро. Успесите сигурно ќе продолжат нормално и дај Боже да си имаме нова прилика да седнеме и да си разговараме пак, па да раскажеме уште многу новитети од кариерата на Емин Џијан. Ова беше, дами и господа. Да, фала многу. царе. Да сме здрави и живи, ќе се видиме пак. Обавезно.